Здраво, Македонија. Да не го гледал некој Али, а? Еве го. Откако долго ги критикуваше за, како што рече, штетите што им ги нанеле на албанците, лидерот на Дуј Али Ахмети од Чаир ги повика лидерите на Вреди да ја напуштат владата, уверувајќи дека Дуј нема да влезе во оваа влада, туку само ќе бара предвремени избори. Напусти кучу великог брата. Каква понуда, таква каква што не се одбива. Еј, Влен, вие кои ме isврливте од влада, ај ако сакате напуштете владата, ќе ве молам, не за ние да влеземе, туку за да има предвремени избори, па после тоа да гледаме да влеземе место вас. Односно им вели, еј, ако сакате ќе ве молам, Господа, јас да бидам повторно во власта, а не вие. И ќе се прашате зошто? Зошто нуди ваква неодолива понуда Ахмети? Толку добра понуда, како, например, понуда за летен одмор на Хималаите. Сега ќе ни каже. Si mund t'ju shkoj mendja këta t'jekin gjuhën Shqipe, e larë me gjak. Turp, t'jekin përfaqësimin e drejt. Prandaj këta tanët që janë anej, le t'i braktisin këto institucione. Ne nuk shkojmë, ne nuk pranojmë, ne pranojmë vetëm zgjedhje të jashtëzakonshme në tetor, bashkë me ato lokale. Ако Али Ахмети беше радиостаница, ќе се викаше Радио Стари досадни песни FM. Пак тврди дека јазикот бил забранет, албанскиот кој го слушате секој ден на секаде, а и дека правичната застапеност била нарушена при вработувањето, односно балансерот. Нешто што патем и Дуј се согласи да го замени со друг механизам додека беше во власт. Но од опозиција солзи лее за да прикаже дека понижени биле нашите соседи албанците. И му одговорија понижените албанци. Коалицијата Вреди го гледа повикот на Ахмети како сценарио кое долго се подготвува, а целта е да кулминира со бојкот на локалните избори. Po ne shohim çdo ditë më shumë që zotri Ahmeti është i friguar nga zgjedhjet lokale dhe bën çdo gjë të pamundur që ti ik zgjedhjeve lokale dhe ti bojkotoj zgjedhjet lokale. Informatat tona janë që brenda BD-s seriozisht bisedohet që mos marrin pjesë në zgjedhjet lokale dhe ne këtë shohim vetëm një lëvizje të zotit Ahmeti në drejtim të krimit të alibis që mos marr pjesë në zgjedhjet lokale. Како не ти е срамка сами да зборуваш на албански јазик, па нели знаеш дека е забранет? И си градоначалник на Тетово. Како тоа? Па нели знаеш дека е укината правичната застапеност предавнику, инаку? Ете што вели Касами, кој според Али Ахмети е понижен албанец. Ахмети се плаши од локалните избори и си прави алиби да не учествува на нив, бидејќи ќе му се случи нешто неубаво од математички прецизен аспект. Мајка Бежанија никад не е плакала тактика. А зошто Ахмети се плаши од избори, освен што веќе не е на власт и ги нема полугите на мог да влијае врз клиентелистичките гласачи? Ахмети не е во комодна состојба ниту со распределбата на имињата со кои ќе ја трча изборната трка. Се погласни се информациите дека во Мала Речица не може да се откажат од Рамис Мерко за местото во Струга, а тоа го налутило и села кој се заканувал со бојкот ако од игра не биде исклучен токму Мерко. Различните апетити на коалиционите партнери може да значат и закана за единството во Европскиот фронт, сметаат експертите. Мислам дека многу тешко ќе биде за Дуј да го наметнат Мерко повторно како кандидат во нивната коалиција, особено за Струга, особено имајќи ја предвид динамиката на црните листи на Соединетите Американски држави. Зошто бе Петар така, па што му фали на Мерко? Црна листа, голема работа. Има тој и успеси некој, например, најчест посетителе на судовите, каде има дали 9, дали 15 кривични пријави, веќе не знам, не сум сигурен. А од негативното влијание на црните листи ќе се одбрани со црно Ауди. Мислам, кој не би гласал за градоначалник кој знае што значи тоа градоначалник? Имате 4 милиони евра долг, а купувате возило луксузно од 67.000 евра,
Затемнети стакла, јас би сакала режијата Ево тука да пред го вас види е, пред нас е паркирано. Може да го сликате и да го снимите Да, го и да сликав го на дадете со тоа тука. возило, Ево, дојдовте видиш тука. колку е убаво. Не знам дали успеале колегите. Видиш колку е убаво. И што има тука проблем? Знаете Видите, како? Затемнети стакла, ајде ако може уште еднаш дека Ајде да го пуштат видиме затемнети колку- стакла, колку е убаво, хромирани видите, детали на видите, каросерија. Видите колку е убаво. Внатре модерен интериер. Па каков градоначалник ви се гледам Ова јас? не го читам Груевски на рачката на Мерцедесот. Слушајте, каков градоначалник ви се гледам јас? Ке одам со Фичо? Шубава е. Ке се возите во неа до конечната победа и не само на локални, туку и на парламентарни. Еве го ставот и на аналитичарот Сефер Селими. Сигурно тоа би ќе го комплицира процесот и тука може да се очекуваат некакви кавги или некои препокувања помеѓу партнериве, но на крајот на денот целата ова динамика секако ќе биде диктирана и од можните предвремени парламентарни избори на кои Дуи инсистира. Па добро, чим Дуи инсистира, окей, нека кажат. Окей, чим така. Јас мислев парламентарни ќе има кога 61 пратени ќе одлучат дека треба да има парламентарни избори или на секои 4 години, ама ако Дуи инсистира, окей, исто така и за изборот на влада, мислевме дека се бира со 61 пратеник, ама Дуи чим викаа дека нема легитимитет влада со 67 пратени, како тие не се во неа повторно, окей, како ќе кажат, така ги правиме. Инаку ги искара и од Стейт департментот, ама пак се и на ЕТЕ, на црна листа Артам беше пласиран, се стиша, ама сега повторно со истото тераат. Нема ли бре друга опција за нив освен all-in? Имате бе, полека луѓе. Не е се црно како американска листа. Потенцијални коалициони партнери од времето на како до сега повторно вија отвораат вратата. Го слушам лидерот Филипче како отфрла секаква можност за соработка со Дуи. Од друга страна, ВМРО ДПМН е и Влен промовираат отворено соработка за локалните избори. Тоа нели ви ги намалува шансите? Не мислам дека лидерот Филипче целосно ги отфрла и децидно и мислам дека тоа сосема погрешно. Мислам дека има такви изјави. Социјалдемократскиот сојуз ќе ги гради коалициите на локално ниво, зависно општина до општина. И дека таму каде што програмски, предносно резонски ќе се најдеме со било која од политичките партии, зависно од контекстот во локалната самоуправа, сите опции се возможни и се на маса. Како со Дуи, така и со останатите политички актери во контекст на локалните избори, Социјалдемократскиот сојуз ќе ги гради коалициите во соодветните општини од општина, зависно од општина до општина и контекстот таму. Ете, зошто да не и со Дуи соработка? Ама се дистанциравте, нели од нив? Не. Не се дистанциравме така како што мислите. Ке објасни заменик председателката на СДСМ Фани Карамфилова Пановска. Се дистанциравме, вели, од начинот на кој ги водевме политиките со Дуи, а не од Дуи. Како контрадикција да има? Нема апсолутно контрадикција никаква. Нашето дистанцирање од Дуи е затоа што ги научивме лекциите и грешките што ги направи Социјалдемократскиот сојуз и тоа што се рефлектираше на самата коалиција предводена од Социјалдемократскиот сојуз од страна на Дуи. Кажуваме дека се дистанцираме од тие политики и таквиот начин на водење на политиките заедно со Дуи. Јасно како ден, се дистанциравме од таквиот начин на водење на политики, а не се дистанцираме од Дуи. Јасно е, затоа постои една реална можност на која укажа новинарот. Можно ли е да не освоите ни едно градоначалничко место? Видете сега теоретски, јас искрено не верувам и не мислам дека тоа ќе биде случај, но да оставиме да видиме, јас велам. Бидејќи системот е немилосрден, мнозински е, нели во изборот на градоначалници, и еден глас помалку значи, повеќе се извинувам, значи победа. Знаете како, да, така е тоа во вториот круг. Искрено не верува, но да оставиме да видиме. И додека оставаме да видиме, нели времето да покаже на што јас се согласувам. Ајде да видиме што потенцијалниот старо нов коалиционен партнер на СДСМ уште прави овие денови. Али, каде ми отиде бе човек? Ха, е него. Ајде, пуштајте го.
Ако некој го допре законот за јазиците, нема да дозволиме да се постават кутии за да се одржат локалните избори. Лидерот на ДУИ од Липково се закани со попречување на изборниот процес. Në qoftë se preket ligji I gjuhës, nuk ka zgjedhje lokale dhe nuk mund vendosen kuti për të mbajtur zgjedhje lokale. О, повторно силни ветувања. Чекај прво да ве подсетам на едно слично кое го реализираше. Ako ne vlezeme во влада, ќе влеземе во Европа, да знаете. Ако не влеземе во влада, ќе влеземе во Европа, да знаете. И влезе. Затоа Европа во криза денес. Па таа криза се прелија и во Европскиот фронт и сега не им се оди баш на избори, бидејќи се плашат од резултатски дебакал. Туку ај назад на можеби и кривичното дело со кое се заканува Алја Мети, дека ќе го попречува спроведувањето избори. Еве порака до обвинителот Коцевски, кој иако е во заминување, баш и не му се заминува, па ај нека обрати внимание на оваа изјава, например, која може да ја толкуваме и како закана кон уставниот поредок, односно неможноста да се спроведува демократскиот процес на парламентарни, локални или било какви избори, кога веќе знае дека има големи повреди во постапката за 27 април, но не бара преиспитување на истата, не знам зошто, иако тоа му е должност. Еве, може да се одјави со истрага за Али Ахмети. Бзз, да не ви пуштам сега штурци, знаете како оваа порака ќе заврши, а знаете како завршува и оваа изјава на Ахмети, како и обично, со поезија. Nëse preket ligji I gjuhës, dhe ligji I gjuhës nuk është I Bashkimit Demokratik për Integrim. Ligji I gjuhës është edhe atyre që do lindin deri me sa të lind dielli. Prandaj duhet I dalë çdo shqiptar zot ligjit të gjuhës. Dhe as mos e politizojnë, as mos e problematizojnë. Ете, јазикот бил на сите оние кои ќе се родат, додека изгрева сонцето. Поезија за душа со Али Ахмети. Ако не ви е јасно што по ѓаволите зборува човеков за јазични права, какви што ретко каде на планетава има некоја етничка малцинска заедница, не чудете се, не сте единствените. Оние кои од ДУИ ги беа нарекувани чираци албанци, подчинети албанци, односно кога ДУИ си го навредува собствениот народ од владеачката влен, односно вреди, исто така не го разбираат Али Ахмети. Или па добро го разбираат. ДУИ е свесна дека има само еден начин да го избегне поразот, да ги бойкотира изборите и да провоцира тензии на денот на гласањето, порача од коалицијата вреди во соопштение утрово. Ова е нивната последна карта, бидејќи знаат дека албанците веќе не им веруваат. Самиот Али Ахмети призна од Липково. ДУИ подготвува бойкот на локалните избори. Што покажува ова? Дека ДУИ нема ниту кадри, ниту програма, ниту нови луѓе, туку само страф од уценување. Се вели во соопштението на вреди. Проблематично ќе биде за Ахмети да дига востание или што и да прави против половина, па и повеќе од половина од својот народ тука. Не само затоа што приказнава е измислено алиби за бегство од пораз на избори и единствен начин по кој тој мисли дека може да се факторизира со етнички тензии, туку затоа што и повторно се заканува со глупости во време кога Европа зборува за нуклеарен чадор, нуклеарна заштита, а Америка и Русија градат добри односи и да не испадне дека навредувам, но и папагалчето Кико на екс-министерот Оливер Спасовски знае дека не е најпаметно да се закануваш со дестабилизација на Македонија или Балкан и со терористичко загрозување на уставниот поредок, кога светот е навистина растреперен, бидејќи нема добро да заврши по тебе. Да не се случи ни Исток да не те запишува од како Запад ќе те отпише, а дека работата оди на кај all in, говори и фактот што несудениот генсек на НАТО и човекот кој тврдеше дека ако не го избереме за претседател на Македонија, тоа е албанофобија, Бујар Османи, отиде чекор подалеку од својот шеф. Па хеј, луѓе, Артан Груби за овега ќе испадне Кисинџер, бе, хеј! Албанците нема да дозволат локални избори, нема да седиме на кафе додека Уставниот суд го укинува албанскиот јазик. Не е убаво да се лаже, ама окей, така одбрал да делува како мамелеџија. Дже е лоптица, ха-ха, не е тука. Ајде сега да ми поверуваш дека некој сака да го укине албанскиот јазик. Патем, ова доаѓа од човек кој им подпиша на бугарите протоколи, исто како и неговиот претходник Димитров, во кој нашиот идентитет и јазик пепел се направени. Ама тоа го знаете, па затоа тој е во нервозна мамелеџиска опозиција. Сепак, имате право да знаете до крај како размислуваат во Република
бујарија. И повтори заканите на Ахмети, најави тешка политичка криза која според него ќе може да се реши само со предвремени парламентарни избори и нов договор меѓу македонците и албанците. Видиш, баш убав план. Што и да одлучи уставен за тие неколку членови во законот за употреба на јазиците, тие ќе го продаваат како укинување на албанскиот јазик. Па ќе правеле тешка политичка криза која неизбежно ќе морала да се реши со парламентарни избори заедно со локалните. Како мали Џокица, да не е ова навредливо, како мали Осман замишља демократија и реши сега уште повеќе да ја дига атмосферата. Që i bie që mund t'i bojkotoni zgjedhjet. Nuk ka të bëjë kjo me bojkotim. Ne themi, nuk mund të ketë zgjedhje në kushte kur shqiptarët do të degradohen deri në atë nivel. Se do krijohet një krizë tillë politike, kryetari i gjykatës kushtetuese pas ka vendosur ashtu, edhe ne nesër do dalim të pim kafe në qytet, edhe nesër do bëjmë fushat për komunat. Prandaj them, krizë thellë politike në të cilën nuk mund të vazhdon mënyrën e njëjtë pa u ul me bisedu çka bëjmë me marrëveshjen e Ohrit. Pa e kthy balansusin, pa e kthy badenterin, pa e kthyr legitimitetin, edhe pa e garantu gjuhën, nuk mund të ketë politik as usual. Деградирани биле албанците, вели Бујар Османи. Ке го враќале Бадентер, кој не е тргнат. Ке го враќале Балансер, кој претходно се согласија дека е надживеан кога беа во власта. Ке го враќале Охридскиот договор, ама не знам од кај ќе го враќате. Ако некој го има земен, он ма го вратит кај што го нашол. Ке го враќале легитимитетот. И со среќа во таа акција, во која парламентарната демократија подразбира 67 пратеник, а не бујарица да одлучува кој ќе е на власт. И конечно, ке барал гаранции за јазикот, кој никој не му го негира или го брише или го спречува. И врв на глупоста е изјавата. Председателот на Уставен суд таму нешто одлучила, ние кафе демек ке пиеме. Односно, Бујар меѓу редови го суспендира правото на одлука на Уставниот суд, ама и за тоа Љупчо Коцевски, републичкиот обвинител, веројатно не би видел загрозување на уставниот поредок, нели, или закана. Не треба да се истражи ни ова. Треба само да ги држиме они од 27 април натре и 8 година нека си лежат, иако знае и Коцевски какви свињари има во постапката во која тие се осудени, лажни изјави на лажни сведоци. И сега Бујар Османи жестоко расположен и евидентно растревожен откако не е во позиција мене и на другите македонци да ни пишува бугарска историја, решил да се заканува со што? Со дестабилизација. Ама ајде, јас сум емотивен ради неговиот минат труд, македонец сум, пристрасен сум, нели тоа би го кажал тој. Ајде да видиме што на ова велат, да повториме. Според Бујар Османи, деградираните албанци кои останале според него без Охридски договор, без Бадентер, без Балансер, без јазик, без легитимитет, уште што не додаде дека се палени на клади или пак дека во времето на Милошевиќ уживале повеќе права него денес. Еве изјава на уште еден од луѓето кои Османи и неговите партиски другари ги нарекуваа чираци, калфи на македонците, а кој патем е толку угнетен што знаел да вее знамиња од голема Албанија на прослави во Тетово. Тетово да го нарекува главен град на албанците во Македонија и да пречекува политичари во Тетово со песнички како Welcome to Albania. Зошто бидејќи ептен, угнетен? Ајде Бујрум ага билјал. Османи не е тој кој треба да се грижи за правата на албанците, бидејќи тие имаат свој легитимен представник во владата. Вратија од коалицијата вреди. Бујар Османи треба да биде внимателен да не му се случи тоа што му се случи со претходната тенденција и обид за дестабилизација на државата, кога поставија шатор пред обвинителство и кога Бујар Османи со наведната глава требаше да излезе од тој шатор и преку ноќ да се тргне тој шатор. Видиш, и во право е човеков, во ваков нестабилен свет, да решиш дека ќе се закануваш со рушење уставен поредок и да му се закануваш на Уставниот суд на Македонија, дека не смее да носи одлука која тебе не ти се допаѓа, па кој сакаш биди крал биди ако сакаш, а не еди кој си Бујар или Али или Богдан или било кој. Да се закануваш буквално со рушење уставен поредок, дури горат повеќе точки на планетава е многу добра тактика за да добиеш еден таков голем црн печат за твојата омилена Америка, што кога ќе го гледаш вака ќе ти личи на Леброн Джеймс, но работите стануваат уште позабавни. Подпредседателот на ДУИ Бујар Османи изјави дека во Белград се подготвува проект и се спроведува во Македонија за уривање на статусот на албанците од државотворен народ во малцинство.
Османи рече дека упатиле братски апел до Вреди за да се здружат да го стопираат овој проект. Подпредседателот на ДУИ Бујар Османи изјави дека во Белград се подготвува проект и се спроведува во Македонија за уривање на статусот на албанците од државотворен народ во малцинство. Османи рече дека упатиле братски апел до Вреди за да се здружат да го стопираат овој проект. Слушате ли што зборува? Во Белград се подготвувал проект за да се срушел статусот на албанците во Македонија. Добро, зошто? Што добива Белград ако се срушил статусот на албанците во Македонија? Подобро ќе му е на Косово? Ќе порасне GDP на Србија ако бил деградиран Бујар Османи? Тотална глупост, тотален булшит. Второ, државотворен, поточно народ кој е носител на државноста на Македонија е македонскиот. А во формирањето на државата се разбира, учествувале многу други братски народи покрај македонскиот, како и во многу земји. Но во Франција државотворен народ е францускиот, во Германија германскиот, во Албанија албанскиот. Стои ли во албанскиот устав дека државотворни народи се и македонскиот, грчкиот народ, влашкиот народ? Не стои, нели? Бидејќи никаде не стои, освен во федерации. Е сега, ако сакаш федерација да правите, тоа е нешто друго. Така, кажи, сите ќе ја поздравиме, таквата политика, биди сигурен. Трето, вие учествувавте, мајсторе, во Тиранската платформа. Документ, подпишан во Тирана, во друга земја, Албанија, под менторство на тук премиер Еди Рама. Па после го вметнувавте тој документ во македонскиот правен промет. Тоа што оваа земја во тој период немаше држава, туку сервилни кловнови и шарлатани, не значи дека народот заборава. Бедно смешно е да измислуваш некакви планови и проекти во Белград за деградирање на албанците од Македонија. Но таква политика сте одбрале, таква судбина и ќе имате. Нормално, луѓе, нема да веускратам од овие глупости, слушајте ги до крај. Мund ta ndalim vetëm ne bashkë. Mund ta ndalim dhe beso që kjo thirrje nuk është prej nënkryetarit BDI-s. Është një thirrje vllazërore e një njeriu i cili ka qenë sistem gjatë kosa për të i ditë sherret e politikës. Për të ditë se çka mund të përgatiten dhe ku mundet ta devijojnë rrugën. Dhe kjo është një thirrje vllazërore një herë te shqiptarët. Te vlen. U kemi thënë edhe mesazhe indirekte. Që ta braktisin qeverinë. Jo veç ta braktisin qeverinë. Ky është projekti. Nuk jeni të vetëdijshëm ku keni hy. Jeni duke legjitimu. Historia do t'ju gjykon se si emra dhe mbiemra, familjet tuaja do t'ju gjykojnë nesër se keni legjitimuar projektin e zhbërjes së shtetformësisë tonë, të cilat me gjak e ka sjell dikush para 20 viteve. Какви глупости, Боже драги. Прво, државава е формирана пред 80 години, не пред 20. О, Бујар, а басните дека тоа што вие сте во опозиција, а Вреди се во влада, било намамување фактички на Вреди за да се легитимирал проектот за рушење на албанските права. Ми личи малку на делата на Езоп, каде лисицата му викала на гавранот кој имал сирење во својот клун и бил на гранка дека сирењето е од Белград и дека е отруено бидејќи некој сакал да го затруе гавранот. Па после кога гавранот би го испуштил сиренцето и лисицава ќе го лапне, ќе се смееме сите. Но да базираш политичка тактика на басните на Езоп зборува самото по себе каков калибар си станал. И повторно, јас сум пристрасен. Не гласав за Бујар на избори, туку за Гордана, што значи јас сум што? Албанофоб, нели? Еве еден кој веројатно не е албанофоб, нека каже што мисли и за ова. Реагираше лидерот на Беса Билјал Касами, кој рече дека Османи има други проблеми, а не проблем со дискриминацијата на албанците. Tash është plani për llogaridhënien të Bujar Osmanit dhe bashkëpartiakëve të tij, për gjithë keqpërdorimet që i kanë bërë. Ne dim që për disa nga këto keqpërdorime veç më ka padi dhe procedurë para organeve të drejtësisë, disa të tjera janë duke u procesuar dhe shumë shpejt do të njoftohet opinioni. Dhe kjo është halli Bujar Osmanit dhe jo diskriminimi i shqiptarëve apo ndonjë plan fiktiv në kogat e tyre që nuk ekziston. Океј, и тоа го разјаснивме. Вие мене кривичен прогон, па тоа е дискриминација. Кај сме суд да чепне некој функционер на ДУИ. Тоа е чиста дискриминација, луѓе. Сите знаеме дека тие се белите Божји ангели кои се безгрешни. Може ли поет да биде криминалец? Ви се молам. Овде е мрак и мрак угрева. Црна магла земја покрива. Дајте ми крилија ја да си медне и на наши страни да си преледне. На наши места ја да си идам, да видам Охрид струга да видам. Таму зората греи душата и сонцето зајдит гората.
Таму дарбите природна сила со сета раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш белеит и од ветер, како денес, сино темнеит. Поле погледнеш или планина, сегде Божева убавина. И така натака. Од режија ми јавуваат дека може. Океј, а јас само сакав да ја пуштам песната која сигурно некаде си ја рецитира последното засега име на црните листи и во тага размислува како сепак да си наметне орелски крилја и да прелета при нашите страни, во нашите страни, да не седи таму по тоа тугините. Еј, да не е дискриминаторски бе кон македонците ова со орелските крилја, да не треба змејски крилја да стојат, да ставиме во делото на Миладинов? Или чекај, да не е двоен трик? Да не се крилјата на орелот српски, па сега сакаме да му ги подметнеме на Бујар во уште еден нов проект на Белград за понижување на албанците. Плюс, Миладинов песната ја пишувал во Русија. Се игра тука некоја игра. Што и да е. Сигурно е дискриминација врз албанците и мора да има превремени избори. А Бујар ќе истражи и ќе ни каже. Исто така, ќе истражи како да биде поубедлив од позиција на човек кој учествувал де факто во распродавањето на македонскиот јазик, кога измислува приказни дека некој него му го чепкал неговиот мајчин јазик. А кога сме кај крилјата, дури се открие какви се. Може да си метне авионски крилја, ако е вистина дека Заев инвестирал во некоја индиска авиокомпанија, вест од вчера, која комотно, ако е така, може да ја прекрстиме во Виц-Ер. Виц-Ер. И како да не купи авиокомпанија во Индија на толку пилоти кои ги има кај нас? Па само во Арачиново 300 нови пилоти тргна да обучува. Rajna më e madhe janë 300 pilota do shkojnë prej Haraçinës. Këta nuk e di sa... Ma fat mrapa kamerave se kuptojsh atë. Shef. Kush ju ka premtu 300 pilot? Me të vërtet. Po këta që janë pushtet tash. Lidhja social-demokrate. Po. Do me thonën rajna më e madhe tash ku ka... Po, zinot. Që është rajna më e madhe, ku ka rajnë më të madhe që me thonë do të shkojsh pilot. Ka ndodhe dhe ajo këtu në fshatin tonë. Premtimet kota. Гледате, тоа било стратешка инвестиција, а не лага. И, додека летаме со Вицер на Заев, еве кратко интервју со газдата и некои соработници кои во овој клучен момент во кој не знаеме дали орелските крилја се руски, српски или албански и мора да се посветиме на авионските крилја како наша опција, како наш спас. Во каков момент доаѓа набавката на авиокомпанијата, господине Заев? Кое е нејзиното значење за Македонија? Во еден исклучително геостратегиски момент, особено важен момент за зоната на влијание на југоисточна Европа. Аха, добро, одлично. А каде ќе лета вашата авиокомпанија? Кои реони ќе ги владеете со неа? Каде е вашето омилено небо? За зоната на влијание на југоисточна Европа, во Црноморскиот басен и во Средоземното море, од која се контролираат дури 3 континенти. О, па браво, честитам. Дури 3 континенти ќе покрива Вицер. Ако кога летате таму горе, некаде случајно го пронајдете политичкиот резон на Галебот Бујар Османи, замолувам да го вратите на земјата и во земјата во која... Леле, Галебот, реков, орелот бе. Ве молам да го вратите во земјата, да не дискриминирам, мислам, не сакам, ве молам. Вратете го во земјата, и во земјата во која тој плаче и се жали дека му биле рушени правата, затоа што веќе не е на власт. И да го подсетите што правева додека беа на власт. Ова е вест од денес. Оваа вест дојде денес од извори од Министерството за надворешни работи за Алфа. И тие соопштија нешто што веројатно сите го насетувавме, можеби и го знаевме, само сега е потврдено. Артан Груби и Бујар Османи биле гаранторите дека Македонија ќе ги внесе бугарите во Устав. Европските челници биле изненадени што Македонија воопшто го прифатила францускиот предлог кој ни стана услов за почеток на преговорите со Европската Унија. Извори од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија велат дека поранешниот прв дипломат и екс-вице-премиерот во Брисел убедувале дека претходната влада ќе обезбеди двотретинско мнозинство во собранието за уставни измени по вкус на Бугарија. Според извори од МНР,
но ова се чуделе во Брисел, бидејќи им било јасно дека нема начин како тоа да се спорача. Поради попустливоста на претходната власт, Македонија прифати условите и уцените на Бугарија да станат и пречка во евроинтеграциите, поради која во моментов сме блокирани за старт на преговорите со ЕУ. Инаку за време на владењето на СДСМ неколку пати беше соопштувано дека Македонија добила датум за старт на преговори со Европската Унија, датум кој се уште го нема. Последната слика со авиончето е можеби и причината зошто Заев би се решил да купи авиокомпанија. Едноставно, немаше многу среќа во други авиони. Во нив добиваше датуми, ама кога ќе излезеше од нив датумите, исчезнуваа. Вака, во своја флота на авиони е многу полесно. Кога и да влезеш во нив, си викаш, хеј, шубав бил датумот кој му го подарив на мојот народ. А ако таму внатре веќе те чекаат Харис Џиновиќ и Венко Филипче, забавата може да започне. А ако пак таму се Груби и Бујар, да знаеш, идентитетот ни е бетониран со бетонска плоча. Еве подсетување дека ова информација, оваа вест која излезе денес од МНР, не е изненадувачка за ние кои помниме. Не се контроверзни измените. Јас сметам дека дури напротив се во интерес наш, затоа што знаете ли кој е против уставните измени? Најрадикалните структури во Бугарија, кои што сметаат нека не треба да има делинеација на македонски мнозински народ и бугарски малцински народ овде, затоа што тоа е еден народ. И всушност секој што е против уставните измени е всушност на линија со бугарските радикални партии кои што не сакаат уставни измени. Сметам дека уставните измени се најдоброто нешто што може да се деси за македонскиот народ. Вклучувањето на бугарите во бугарската заедница, заедно со другите, во преамбулата на уставот е заокружување на државноста на македонскиот народ. Видиш, ние не знаевме, немавме појма дека сме различни народ од бугарите, дека македонците и бугарите не се ист народ, па ни се потребни уставните измени за тоа да го дознаеме и за да го запечатиме за веки веков. И сета оваа первертирана логика беше поддржана од како до сега вазалите од македонскиот блок, кои за шаку долара и меки фотели правеа такви глупости да 100 паметни треба денес да се чудат како да ги надминат. До барем се трудат и народот тоа го цени. Затоа математички гледано работите се променети на македонската политичка сцена. Па на Дуи им остануваат јаките изјави кои може да си ги гледаат дома на телевизија, каде Али Ахмети му дава гураби и кекси на денес премиерот Мицкоски. Кексите гурабиите може да се од сладкарата Европа во кај тој влегува, нели? А Бујар па може да седи и да си пишува басни од Езоп за подоцна вечерта да ги изјави на телевизија како политичка програма. Нивните пак потенцијални старонови коалициони партнери кои не исклучуваат спарување со ваквите манги на локални избори, токму затоа живеат во други стандарди денес. Вие во неколку наврати велите дека успех за СДСМ ќе биде да го подобри резултатот од претходните избори. Овде мислите на тие 155.000 на добиени лани на парламентарните избори или се компарирате со локалните избори 2021? Не, јас почнам од таа бројка, тој резултат кој што беше на минатите избори. Зошто? Први тоа што тоа беше и е еден репер за мене и ќе биде нешто со што јас ќе се споредам, со кој еден репер кој што ќе ја споредам мојата работа. Значи на советничките листи да имате повеќе од овие 155.000. Токму така. Ете, тоа се новите стандарди. Да имаш еден глас повеќе од најкатастрофалниот резултат во историјата на СДСМ. Тоа би бил успех, вели Венко Филипче. А за анкетите на кои во моментов се 4 пати послаби, помали од ВМРО, Филипче има јак мотивационен одговор. Правите ли ви анкети? Мицкоски се пофали дека 4:1 биле нивните анкети покажувале. После тие анкети, според кажувањето на премиерот повеќе пати во месецот, ние правиме поретко. Ја проверивме таа анкета, во нашата анализа излезе дека не е така и дека беа резултатите некаде 1:2,5. Што е едно намалување на разликата во однос на ВМРО-ДПМН кога ќе споредиме со последните резултати од парламентарните избори. А да прашам, каде ви се еве и тие анкети на кои еве сте губели ама само со 2,5:1? Зошто не ги објавите? Зошто само вие уживате во нив? Тајни ли се тие анкети? Каде ги правевте? Во вашиот штаб? Или ова е само уште една алатка за мотивација, какви што на времето употребуваше и претходникот на Филипче, фамозниот Таче Ковачевски? Па да почнеме од таа изјава каде рековте, односно вашите прогнози беа дека се спремате да видите премиер 11 години. Знаете,
изјави се даваат во различен контекст и од различна причина. Таа имаше, ајде да кажеме, и одредена мотивацијска димензија, бидејќи јас дојдов тогаш за председател на владата и на партијата, после еден изборен пораз на локалните избори. И во тој момент се процени дека треба на членството одреден тип на мотивација, дека може да се направи пресврт, кој што не се случи на крајот на денот. Видовме како помина тоа мотивирање, а наскоро ќе видиме како ќе помине и ова мотивирање. Фани Карамфилова, например, не ми делуваше премногу мотивирано преска, мора да признам, но времето нели ќе покаже. Пред нас е следната битка за само неколку месеци. Но некако не ми е охрабрен ни Венко и тоа го призна. Но би рекол, не е тоа никаков знак, не сакам да се охрабрувам ниту јас лично, ниту како партија, ниту членовите да ги охрабрувам со тоа што ќе влезат во некоја комотна зона. Ние сме во ситуација во која што... Пазете, за 2,5:1 од анкети кои никој не ги видел, вели, еј другари, ама не дозволувајте овој добар резултат да ве охрабри премногу. Ова што 2,5:1 губиме на нашите анкети кои никаде ги нема супер резултат. Многу чудна логика, бе, луѓе, многу чуден резон. Па ако измислуваш, барем измисли дека водиш 5:1, 10:1 и така охрабрија војската. Не пред битка да им викаш: видете, губиме, но не е 4:1, лажат ова мровците, губиме само 2,5:1. И кога ќе коалицираме после со ДУИ, тадам, се враќаме на власт, нели? Добро, ама една од грешките која вие јавно ја признавте и рековте дека ви е научена лекција, тоа е ДУИ. И според вашите анализи плативте голема цена за односот кој го имавте во таа владина коалиција. Сега остана малку нејасно дали се уште се отворени вратите за идна соработка со нив или не се. Вие рековте дека јасно и недвосмислено се дистанцирате, но заменик председателката Карамфилова во едно интервју рече дека не треба, дека е погрешно интерпретирано тоа дека не е можна соработка. Поентата е дека не сме имале понуда и не сме разговарале на таа тема, како што немало понуда, ама ако дојде, како што рече неговата заменичка, ништо не е исклучено. Освен што ДУИ во моментов малку го подигна влогот, па се чини Филипче ќе може да бира што да поддржи. Дали да се руши проектот во Белград кој бил направен против бујари и албанците, дали ќе кршат кутии заедно со Ахмети во Струга и така натака и така натака. Има опции и нината е светла. Сепак за секој случај, иако ги уважуваш за можен коалиционен партнер, не би било лошо јавно да кажеш дека ДУИ се приближуваат до ВМРО. Како? Што знам како? Смисли нешто, окей? Моje мислење е дека во последниот период ДУИ повеќе се доближува до ВМРО ДПМН. Со тие националистички реторики кои што ги иницираат во општеството, сметам дека сакаат да креираат криза по некои прашања. Цар! Нема друг збор. Цар! ДУИ вели се приближувале до ВМРО. Како? Со обвинувањата, веројатно дека ВМРО ги понижува албанците. Така ДУИ се приближува до ВМРО. А Филипче се дистанцира. Како? Со отворањето врата за можна коалиција со ДУИ во некои општини на локалните. Јасно ли е? Ова исто како новата појава русофренија, новата диагноза русофренија, според која истовремено велиш Русија само што не изгубила во Украина, Русија слабе е, нема сила и е пред пораз, и истовремено велиш Русија може да ги освои Молдавија, Романија, Полска, Британија, месечината и соседната галаксија Алфа Кентаури, соседната звезда, Ова на Венко може да се нарече ВМРО-френија. И со оваа диагноза е сосема нормално да објасниш дека ВМРО и ДУИ се приближувале со помош на така наречените пити гомнарки. Личи тоа на пита, а крие друго во неа. Впрочем, не знам како да се објасни бегството на Артан Груби, како го пропуштила полицијата. Дали тука постои некоја соработка или не, ќе видиме. Ете, ова требаше да личи на невина наивна обсервација, односно тоа е питата, во која Венко е загрижен за бегството на Груби, а гомцето внатре е и шарето дека според него избегал бидејќи ВМРО го пуштиле. Што е точно, и ВМРО и Влен го пуштија. Цела влада седна и реши Груби да биде пуштен. Зошто? Затоа што не сакаат да го имаат како трофеј кога би одговарал пред нашите судови. Повеќе сакаат да е во Драч или каде и да е, да си го лади на море. Бујар Османи ова сигурно би го опишал како случај во кој пак злобната ВМРО-вска власт и нивните слуги од Влен избрка од Македонија уште еден вреден работник и докажан политичар. Мораше и тој да се исели од Македонија. Што е, погодувате веќе, албанофобија. И затоа нормално мора да има парламентарни избори. И бидејќи за пит изборувам, накрај морам два реда како Слаткар ова би го искоментирал. Вака, на следниот начин.
Абе, не знам, јас не сум од тука, не знам зашто зборувате. Тоа што пишав Бетмен е ваков таков, не значи дека мислев на Бетмен и сум рекол дека е тој ваков таков. Јас немам луѓе појма едноставно за што зборувате, како што кажав, ја нисам одавде. Тоа би го рекол братот Слаткар. Од прилика така, пишман раперот одговори на мојот третман, на неговата, сега во иста класификација, Пита Гомнарка, оној дует, песна Еуфорија во дует со Тонизем, во која пејачот кој бараше промена на името на Македонија за да можел да се лади на грчка плажа, зема мене да ме суди со бедни комуњарски лаги. Па така, Северџанистика изјавил: не ме засега преписката во јавноста, ниту сакам да се мешам во политичката кујна на македонската сцена, освен кога правам песни за промена на името. Моето внимание е насочено кон музиката и уметноста и кон парите за кои што пеам постојано во нив, кои ми се очигледно обсесија, а не кон политичките препукувања. Имам песна по име Бетмен, ако ја слушнете, ќе дознаете за што станува збор. И ова инаку врска нема, ја преслушав песната, тотален булшит ова напишаново. Па продолжува. Слушнав дека извесен Богдан се има пронајдено во некој од стиховите на мојата последна песна, но ако е тоа така, тогаш тој е во заблуда. Можам да кажам дека песната не е посветена, едноставно е одлика на мојот стил на изразување. Leave Britney alone. Едноставно пишав Бетмен, ваков, таков, мочко, цинкарош, ги пикна во затвор, ама не е тоа за Бетмен, туку тоа е мој стил на изразување. Вуна! Реално вели, не ми е битно кој стои зад загревањето на страстите, ниту ме интересира. Може да пишуваат за мене што сакаат, но јас не сум дел од било каква политичка игра. Едноставно, не ме интересираат преписките на социјалните мрежи. Можам само да кажам дека имам нов сингл Еуфорија, кој топло го препорачувам на публиката, вели Слаткар. Ете така, мајка Бежанија никад не плакала. Како што се откаже од својата песна за промена на името, отворено писмо, каде бараше промена на името на Македонија, и им се намокри на македонците од Егејска Македонија, шиткајки ги и нив со се името, за да лежал на грчка плажа. Така, уште еднаш, раперот Марко Маринковиќ Северџанистика не се согласи со собственото мислење. Па, откако си ја проба среќата и беше одвратен со лагите кон мене, сега тој на истото не се сеќава. Паднал од Марс, не ме познава, текстот друго значил, Бетмен не е Бетмен и така натака. Она што е факт е дека известниот Богдан, односно јас, уште еднаш помогнав да се докаже дека Северџанистика е неизвесен рапер, односно неизвестно е кога и што ќе се откаже, како што претходно бркајки многу пари и евра, како што пее, се откажа и од името Македонија, и од македонците од Егејска Македонија. И бидејќи јас споро заборавам, за крај, издржете го уште еднаш, хитот од кој Слаткар се срами, очигледно бидејќи го избришал и од YouTube и од Facebook, отвореното писмо на Слаткар, повелете. Ни фалат евра, е мачко еден, ало никој не би сакал име да менја, али јеби га друга опција нема, е мачко еден. Егејците реална битка водат, пробувам да ја свадам нивната болка, за нив темата е болна, но ние сме нова генерација, тоа не е наша војна, мачко еден. А ние би Грчка на море, ние би Милано, Париз, Брисел, Амстердам, Европа, свети многу пари, мачко еден. Ало никој не би сакал име да менја, али јеби га друга опција нема. Мачко еден. Нели, пак нервоза ви прави, така? И мене, и затоа кога ваков мачко еден ке ме суди мене за браќата за 27 април, ниту еден нуклеарен чадор на цела Европа нема да биде доволна заштита. Јеби га. Сам си одбра така. Бламот од повлекувањето од собствениот збор, односно народски кажано, вуната, отсуството на кохонес, која ја прочитавте погоре и ја чувте, ќе си ја носи за секогаш, ама нема проблем со гјонот на образите, но моето внимание ќе видиме до која ќе му трае. За сега го има. Доста беше. Одиме на разговорот во студио вечерва со заменик министерката за европски прашања Викторија Трајков. Ќе ја запознаете во светло како никогаш досега, односно ќе имаме супер емисија. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу Петочно издание продолжува со разговорот во студио. И вечерва имам гостин кој што е за прв пат во оваа емисија. Чест и задоволство ми е да ви ја најавам и представам Викторија Трајков, доцент доктор Викторија Трајков, или заменик министер за европски прашања. Вики, добро вечер, добро дојде. Добро вечер, посакувам убава петочна вечер на сите гледачи. Кога бевме помлади, петок вечер поинаку го поминувавме, ама сега
Тоа е тоа, годините си го земаат својот данок. Мене ми е побаво, ти кажам, да си седам дома да си гледам телевизија. Како ти си го организираш слободното време? Обично петок вечер ме асоцира на организирање на викендов, што всушност ќе се случува, кој кога има утакмица, синов Григори игра кошарка, па околу тоа сме зафатени каде и што Сум гледал и некои видеа да си ги споделувал. Каде и што ќе игра утакмица во време на викенд, а девојките како и пообично, каде ќе прошетаме и што уствари ќе купиме и кој е најактуелен сјај за уста. Колку години има синот? Синот има 12, а девојчето 9. 12 години, значи веќе да, добро, во добри години е за да започне сериозно да размислува за спортска кариера. Игра уште многу мал, со тоа што еве таа љубов кон кошарката му се појави, да речам, уште можеби од 4-5 годишна возраст. Доста вложува во тоа. Се радувам што веќе почна да игра и за националната лига. Гордо си го носи дресот на кошаркарскиот клуб каде што е член, меѓутоа сонува да биде дел од македонската репрезентација, а понатаму да игра и на НБ. Браво, секоја чест. Омилен кошаркар кој му е? Леле, секој месец има различна фаза. Шекил Онил, нели, тоа стандардното, пратиме документарци, сведоштва и така натаму, купувам книги да чита и се останато, но во моментот, знаеш, се она кое што е актуелно на таа кошаркарска сцена, го гледа, иако е доста голем фан и на нашите соседни... Тоа сега да прашам, дали има влијание регионалниот успех, например, на еден Никола Јокич и така натака. Да, он ги знае дека се тука блиски земји и сето тоа стои, но повеќе е фокусирана на таа американска кошарка. Често се караме, ајде легни си се вајле си на школа, ваму има утакмица. Ваму има утакмица, па нешто снимаме, се организираме и така. Ден се полесно на времето, не надпревари, ама пример All-Star беше предизвик да се седи во 2-3 наутро, па да, ни снимале утакмици, па на видеолента и така натака, но тоа време е сосема поразлично. Не го знае тоа, баш последно по предметот информатика учевме што е флопи диск. Точно. Јас не знаев да објаснам уствари што е флопи диск, па некако се снаоѓавме по архивите по дома, да речам по визбите, прочепкувавме за да можам да му покажам, пошто оваа генерација и не знае што значи тоа. Не знае што е Walkman, не знае што е Discman, не знае, па Discman со антишок и така натака и така натака. Но да не се правиме па и престари од тоа што сме, едноставно технологијата се развива побрзо него што ние старееме. Кога го спомна образованието, ти доаѓаш од универзитетот Скопје, така е? Да. Веќе од пред 2,5 ребрендира неколку години, иначе поранешниот факултет за туризам и менеджмент. Од она што знам си имаш дипломирано англиски, шпански, така на филолошки предпоставам, а после магистрираш економија? Магистрирам односи со јавност, а докторирам докторираш економија во делот на маркетинг и брендирање. Todo bien en las integraciones europea? Sí, está bien. Колку беше тешко да се научи шпанскиот јазик со презнаењето кое што сите го имаме генерациско од фамозните Тоа сакав да го споменам и ми ја зеде идејата. Иначе, љубовта кон шпанскиот јазик ми се појавува нели со тие шпански серии кои што беа доста актуелни кога еве така генерацијски растевме. Јас и ти сме блиска генерација, па точно се разбираме. Продолжувам значи да го учам шпанскиот јазик со тоа што студирам филолошки факултет, англиски и шпански јазик, меѓутоа и сум била и на размена на доста програми кои што биле актуелни во Шпанија, конкретно во Малага, каде што имав еве така еден директен судир со реалноста на шпанскиот јазик, иако морам да признам дека малку е поразличен од каталонскиот. Меѓутоа она што е th на каталонски овде е д тврдо, така што мислам дека навистина е интересно кога да учиш јазик, меѓутоа мораш да одиш во земјата на прием каде што нели се зборува на реалниот јазик без разлика кој дијалект да го слушнеш тоа. Со тоа што така некако ми завршија тие универзитетски денови, за после тоа да се одлучам да студирам, односно да магистрирам односи со јавност, затоа што моите родители има телевизија, локален медиум, тој што е од Битола и регионот знае
за телевизија Орбис и некако пораснав пред камерите, пред телевизија. Те влечеш идејата дека би работела во телевизија, може Па би? да, или? сонот ми беше дека јас ќе бидам утре менаџер на една таква телевизија, меѓутоа ете животот ме однесе на една Ако си друга имала сон страна. да си водител, повели, еве, јас ќе ти бидам гостин. Абе, јас си бев водител, Да. со тоа што жално е што, знаеш, тогаш не беше толку и актуелен тој YouTube да може парчињава да се стават, меѓутоа имам лентице, Во времето диња. на видеолентите се враќаме Да, пак, да. лентице, дињата и така натаму, со тоа што имам доста материјал кој што еве може да се искористи некогаш кога ќе се решам да пишувам еве како бил тој еден мој пат. Инаку во телевизија работев уште од 7 годишна возраст, па така имав една символична Порасната плата од 100 буквално. денари. Па добро, добро. Со На тоа 7 што години е- 100 денари, па во тоа Па беше време... многу, да, беше многу. Имав прилика да учам навистина од многу луѓе кои што значат и за новинарството, меѓутоа доста учев и од дедо ми Петар Атанасовски, кој што беше и човек кој што пишуваше сценарија, инаку е меѓу првите професори на македонски јазик и така натаму. Доста некако патиштата ми се споја во тој медиум, со тоа што така ми се јави, да речам, љубовта кон тие односи со јавност. Меѓутоа, знаеш како се менуваат и генерациите, некако интересите одат на лево и на десно. После тоа станува проблем со, не знам, различни работи на идентитетот, на тоа колку ние уствари треба нешто да заштитиме што е наше, бидејќи постојано евидент денес сме сведоци дека некој нешто си дава за право да ни земе. Затоа решив да докторирам на делот на брендирање и тоа брендирање на држава, конкретно имам брендирање на Република Македонија. Со тоа што така се запишувам на докторски студии на економскиот факултет, докторирам и еве сега после тоа сум и професор, така што предам и политички маркетинг и економија. Многу интересно, многу Да, интересна. интересно. Меѓутоа, еве, паралелно, пак животов некаде околу 2009 година ме носи во Министерството за надворешни работи, каде што сум дел од кабинетот тогашен на министерот Антонио Милошовски, сега актуелен пратеник и подпредседател на собрание. Така што еве Зборуваме имав за повеќе од 15 години искуство во дипломатија, малтане, Па, така? од прилика да, со тоа што еве тогаш имав прв судир што значи политички маркетинг и односи со јавност, бидејќи работев во неговата PR служба. И така добри години и веќе после тоа заминувам во македонската амбасада во Мадрид, каде што нели го уживам тој дипломатски живот, за после тоа патиштата ме однесат во Њујорк. Пред да одиме во Мадрид и во Њујорк, колкава е разликата од теорија и пракса кога е политички маркетинг во прашање вакви искуства? Многу голема и многу е важно каде го применувате тој политички маркетинг. Многу се поразлични, да речам, начинот на комуницирање на јавноста на Балканот, во Европа и на американскиот континент. Сум имала еве тие три, да речам, места во светов да ги осетам на своја кожа и да видам уствари како се движат трендовите. Можам да кажам дека ние тука имаме можеби за жал најниско ниво на политички маркетинг, со тоа што Зборуваш за тонот во јавната комуникација или тонот во јавната комуникација, нападот кон женската популација која што е дел од политичката сцена. Еве и сега го осеќам, да речам, после години сето тоа колку е, да речам, тешка и психолошка војна да можеш да го издржиш, а од друга страна гледаме дека светските трендови, например на американскиот континент, поврзани со жените во политиката се многу поразлични. Таму има едни други вредности, таму се гледа образование, се гледа компетенција, се гледа колку може да те сака или да не те сака камерата, така што навистина има многу голем диапазон на работи кои што може да се споредуваат. И за тоа ќе си зборуваме посебно подолу во емисијата. Накратко, амбасада Мадрид, како изгледа тоа да ги браниш боите на твојата држава во во Мадрид бев јас, да речам, пократко време од еден мандат, бидејќи мандатот е обично 3 години на дипломатите. Бев пуштена како пратена од самото министерство како на испомош, така се вика на наш речник интерен. Навистина е привилегија, прво, затоа што сега кој што си ја сака државата, пратен е представник некаде надвор, прво што треба да има на уме како да си одбрани државата. Сега,
не збориме за воена одбрана, него збориме за таа вербална одбрана, ако може. Во тој момент кога бев јас, тоа беше 2011 некаде, мислам, летото, немавме некои така да речам отворени прашања со овој или оној сосед, меѓутоа знаете кога одите во Министерството за надворешни работи, на земјата на прием, се поставуваат различни теми за кои што треба да бидете секако добро избрифиран од земјата која што ве испратила. Од друга страна пак навистина е привилегија да може да зборувате и голема тежина да зборувате во името на сопствената земја. Така што мислам дека дипломатијата треба да се свати како еден мандат кој што треба да го истраш, меѓутоа тоа треба да биде успешен мандат пред се за твојата земја. Шпанија има еден специфичен однос кон овој регион, конкретно поврзан со Косово, а уствари е поврзан со нивните внатрешни односи во државата и оние, не знам, веројатно може да ги наречеме и обиди за сецесионизам на Каталонија, па понатаму, нели, Баскија стално како регион била турбулентна, не и последниве 20 на години, фала му на Бога, нели, ета ја демилитаризира, но и ден денес ли држат до тој принцип и дали некогаш би се откажале од тој принцип? Како бе нивниот Да, Шпанија е однос? ширенолика земја исто, со тоа што навистина се многу блиски и како менталитет на нас. Имаат многу натрешни предизвици, како и секоја земја, апсолутно, и сметам дека некако генералната политика во Европа е таква, секоја земја да има своја специфика, но да има и на внатрешни предизвици за кои што зборуваме. Ние имаме, нели, внатрешни предизвици кои што секојдневно ни се случуваат. Истото и со Шпанија. Мислам дека никогаш нема да престане тоа. Можеби тоа е една жива материја која што тлее постојано. Начинот на живот е многу близок на нас и мене навистина многу ми се допаѓа како земја. Имам навистина позитивно искуство. Топлокрвни, она што Да, многу топлокрвни. Таму е петок од петок, баш онака како што треба да биде. Со тоа што сите се, не знам, на afterwork, на луѓето си уживаат во животов, посебно во тие места каде што има се покрај вода и така натаму, но она што можеш да го осетиш на онај прв печаток кој што ќе го имаш за земјата е дека навистина станува збор за едни гостопримливи луѓе кои што се многу блиски со македонците. Од таму правец Њујорк, така, повторно се вратив па во Њујорк, да, поврзано со првенствено мандатот на мојот сопруг кој што беше во постојаната мисија на Обединети нации и за после тоа да се префрли во македонскиот конзулат. Исто е кариерен дипломат од Министерството за надворешни работи. Можеби затоа така се разбираме. Но она што е навистина интересно е дека исто така бев ангажирана на повеќе проекти таму. Америка е сосема друга приказна, нема да речам допирни точки со она што се случува на европскиот континент, но како една навистина голема светска сила има доста влијание на политиките кога станува збор, а од друга страна е сосема различна од живот и начин на, ајде да кажам, кариера, вработување, однесување во јавност и така натаму. Идеална си за зборуваш за овој судир на световите сега, Америка и Европа, но уште малку дури дојдеме до таму, сакам да те прашам, спомна дека и твојот сопруг е кариерен дипломат. Јас знам еден друг таков случај, например, подготвувајќи се за интервјуто со амбасадорката Агилер, дознав дека и низиниот сопруг е кариерен дипломат, кој што во Париз, мислам, беше во мисијата, не знам после дали се премести. Има ли некои тешки одлуки кои што некојаш треба да се носат, дали ќе се следи патот на едниот или другиот, ако има географско раздвојување на... Географско раздвојување нашиот закон не дозволува. Едноставно, кога ти си на мандат, не може да биде истовремено и твојот сопруг. Тоа е законски регулирано? Да, не може да по интерен правилник не може да биде, меѓутоа може да биде ангажиран на различни проекти кои што се во интерес на државата и тоа е сосема окей, сосема коректно, затоа што со еден трошок имаш двајца дипломати кои што може да работат. Иако мислам дека се зборува за промена малку на тој систем, затоа што во нашето Министерство за надворешни работи навистина има парови кои што
и првенствено се запознале во самото министерство, меѓутоа и се фамилија може да се искористат, да речам, со еден трошок за стан, за режиски трошоци и така натаму, да имаш двајца дипломати во можеби едно, ајде ако не е едно ради студии интереси, например ако има две дипломатско-конзуларни представништва во истата земја, можеби да бидат тука. Најмногу страда односот и фамилијата во тој момент, затоа што навистина мора да живеете одвоено, а од друга страна пак и доста да се поддржувате. Навистина е голем предизвик таковиот живот. Првенствено е предизвик самото тоа што ќе се спакуваш и одеш на мандат кој што трае 3 или 4 години зависно од какво звање имаш, да смениш начин на живот и така натаму, особено кога веќе имаш деца во таа заедница, затоа што треба да се прилагодуваат на новите услови. Не секој е доволно психички спремен да го направи тоа, меѓутоа кога веќе си одлучил дека твојот живот треба да биде таков како што е, дипломатски, да живееш на различни места, треба и да очекуваш дека на таа ротација треба да се соочиш со тие предизвици. Како доаѓа понатаму ангажманот на Универзитетот Скопје? Веднаш штом да докторирав... Си сакала да бидеш од мало и учителка? Да, и учителка, точно. Е тоа ми, знаеш, она јавен настап без разлика како ќе се, како ќе се вика. Добро ти оди извака. Да, како ќе се викам, фала многу. Како ќе се викам, не ми било проблем со тоа што знаеш кога застануваш еднаш пред камера, е веќе таа магија не ја забораваш никогаш. И сметам дека можеби бидејќи сум растела во тој свет, сум го надминала тој момент на луѓе кои што веќе имаат трема од јавен настап. Да се замислував многу како професор, првенствено во гимназија или не знам што, но еве животот, да речам, 15-20 години покасно ме донел на тоа место. Веднаш бев ангажирана да бидам доцент на тој универзитет. Навистина убаво ми оди, затоа што се дружам целодневно се дружев пред да стапам на функција. Се во мирување таа функција? Не, тоа сум сега визитинг професор, со тоа што ги прилагодувам едната и другата работа, затоа што таа магија која што имаш од моментот на катедра према студенти и го пренесуваш она што го знаеш и развиваш дебати и така натаму, ми помага многу пак во овој дел кој што сум сега, затоа што добиваш на навигација уствари луѓе кои што живеат во држава, утре други ден можеби ќе бидат гласачи и така натаму, иако се, да речам, веќе на таа возраст да може да гласаат, да видиш како размислуваат, ама тоа да биде најобјективно мислење, не како што се куваат мислења и така натаму. Да нема бариерата се ти политичар или функционер, граѓанин гласач, него професор студент, многу поприсна студент и некако добиваш еден инпут за кој што можеби какви одлука да треба да донесеш. Прво што ти текнува е чекај младиот човек како се осеќа во држава. Барем јас така тргам од секогаш. И мислам дека тоа многу ми помогна со оваа функција која што имам. Да, работам на европско прашање и така натаму, меѓутоа одлуките кои што секојдневно се носат се тесно поврзани со животот тука во државата. Така што мислам дека тој момент кога се ова ќе заврши политички, дека би си останала во таа бранша. Повеќе имам предизвик да бидам професор отколку дипломат, но знаеш, никогаш не вели никогаш. Така е. Им предаваш политички маркетинг, спомнам? Економија и политички маркетинг, Економија и политички маркетинг. Како се поврзани? Како се поврзани? Па да ти кажам, искрено многу се поврзани, затоа што за да направиш добар политички маркетинг, знаеш и ти, Богдан, дека треба да имаш многу добар буџет. Сакам само час сега, еден мал краток час да направиме, да можеби некој ќе се заинтересира, шегата на страна да... Знаеш како ја немам класични часови, во смисла на тоа е селекцијата, пишеме план, не знам, ви го раскажувам тоа и така натаму, да, него гледам, секој што спремам за на час и тоа ми се смеа дома, дај бе, пак студираш, барем запиши уште еден факултет и така натаму. Ама некако така, да, тој ми е начинот на функционирање, од друга страна пак многу ми е интересно да ги следам овие светски трендови во смисла на тоа какви се тие јавни настапи и што уствари која техника се користи за да може да биде успешен маркетингов, затоа што секојдневно се менуваат дефинитивно работите, особено на социјалните мрежи и потребата на тоа како да се навигираат работите на самите социјални мрежи. И јас, она што го правам е секогаш кога
првенствено тргам од американската политика, затоа што сметам дека Тоа се тоа е трендсетерите, тука е некаде најдалеку се отидеме. мастермајндот на све она што се нарекува политички маркетинг. Доста читам на таа тема и навистина ме интересира таа литература. Тоа е еден теоретски дел кој што сакам да им го кажам, но често преку примери сакам да сватат што значи политички маркетинг тука во државата, што во Европа, што на американскиот континент, а од друга страна да ги следиме тие трендови кои што произлегуваат. Доста вложувам у тој дигитален политички маркетинг, затоа што сметам дека веројатно и тоа ќе биде иднината. Дали тоа ќе биде со artificial intelligence или ќе биде вака какви што сме сега, никој не знае. Да, никој не знае, меѓутоа она кое што навистина во моментот е актуелно е навистина да имаш добар дигитален политички маркетинг, затоа што како викаат амбалажот го продава сето она кое што сака треба да го земеш и прво им викам, влегувате во маркет, ги гледате значи рафтовите. Што прво, првиот впечаток, што барате прво? Не сам што она што прво ќе ве привлечи да земите било што. И така некако низ прости примери сакам да им го доближам она кое што е навистина реалност. Ако брендирање на држава многу ми се допадна вака како тема за која што сакам да дознам повеќе, иако да ти си се заинтересирала за тоа ради контекстот во кој што, нели, ти дошло време да одбериш нешто што ќе учиш во суштина, така. Но во суштина нашиот проблем, односно идентитетот е брендот. Ние една од клучните работи кои што Грција ги направи после Преспанскиот договор беше токму поврзана со брендот Македонија, Маседонија. Дури Маседонија the Great ми се чини дека го регистрира како бренд, дека и кампањи цели направија, додека нели ни овдека не убедува нашите нобеловци дека идентитетот бетон, дека е во суштина што значи брендот на една држава, е вака професорски објаснимите малку. Ајде вака се професорски. Брендот и политичкиот маркетинг се многу слични. Затоа што во принцип политичкиот маркетинг е уствари се дели на повеќе гранки меѓу кој што е и тој VIP маркетинг, односно што значи да брендираш еден човек кој што е на јавна сцена. Кога станува збор за брендот, на наше брендот е идентитетот. Така што едно со друго е уште една поврзаност. Од друга страна, по дефиниција што е уствари брендот е кој си ти. И тоа е нешто за кое што треба во 3 реченици или како викаат американците, она што можеш да го објасниш со 5 WH questions, who, where, when и така натаму, е нешто за кое што навистина ако знаеш да успееш да го објасниш со тие 5 зборчиња, тоа е уствари суштината дека ти си имаш 50% веќе завршена работа. Така и со новинарските текстови, нели, во првиот дел од текстот одговараме на 5 прашања, така е, кој, каде, зошто и како. Нешто за кое што, еве, и да речам, ми помогнало многу е тоа што сум ја завршила Данската школа за новинари и веројатно и така ми се испреплетуваат работите кои што се те води на кај новинарство. Се ме води, да не ти го превземам шоуто. Не, окей, ајде, јас би пробал во Барселона, еве да видам почесен конзул. Ти води емисијава 2-3 години, па... Да, јас би уживала во тоа, верувај. Не, јас уживам. Да, така што... Би ја водели од Барселона. Да, така е. Така што, еве, кога сме веќе на делот брендирање, на делот брендирање, многу, кога почнав да истражувам на темата, имаше многу големи предизвици затоа што ние и немаме некои си податоци кои што може да се искористат во тој, ајде, апликативниот дел, да речам, на самата докторска дисертација. И тргнав, чекајте малце, пара во музеи, па архиви, па не знам што, и дедо ми беше уште жив тогаш и многу ми помагаше во тоа, бидејќи знаеш она стара литература која што така специфично мириса, навистина ја поседуваше, имаше и почнав да читам, имам, мислам, нека и слика на Инстаграм профилот, дедо, викам, најди ми материјали, што, од каде да почнам, цела соба, книги кои што, нели... Повели, чедо. Еве, ти повели, читај, нема CTRL-F, само сега. Да, 1900, не знам која, кој што и самиот човек си беше таков, сакаше да... Што те интересираше, што истражуваше за него? Многу ме интересира, првенствено и тоа го имам и во дисертацијата, многу ме интересира деловите кои што може да се продаваат како туристички точки во државата. Покрај тоа што, нели, Охрид, Битола ги има тие специфики. Нормално Битола покрај
Ти кажа, без Битола главен град ништо не правим. Ајде сте, а кажи за родовот, окей. Не, нема проблем. Така што тоа многу ме интересираше и го имам, но исто имам и доста испреплетување на историските периоди во државата, со тоа што христијанството како се испреплетува заедно со исламот и се останато и што уствари ние колку тежиме и некако успеав тоа да го докажам во самиот труд. Од друга страна, еден страна, бренд бук на Македонија не подразбира како во класичен маркетинг оваа палета на бои ќе се користи и така не натаму. имав да ти кажам искрено делот на маркетинг, него сакав да продадам приказна која што ќе тежи многу и за да ти кога ќе го прочиташ пример првиот пасус ти си кажеш си страници речеш абе ние ова мора да го видиме, пошто странците генерално за тоа и се заинтересирани. Успеав доста во тоа, со тоа што навистина имав неколку точки детектирано, меѓутоа имав и храна специфична која што е македонска, иако пак ја кажам се преплетуваме со турското. Сите на овој регион. Апсолутно, сите сите на овој регион. И кога и музиката во прашање и така натака. И се останато, види, ние тоа за тоа сме ние тоа го знаеме вака во пракса, меѓутоа не знам колку сме свесни за тоа. И тоа баш сакав да го докажам. Разбирам. Има навистина уште многу, значи ја можеби 250 страни сум го напишала како труд, меѓутоа има уште, не знам, многу томи да се напишат литература, така што оној кој што би сакал да ја проложи таа тема, има доста за што и да се фокусира. Жалосно е што во државата ние не сме посветиле внимание на тоа, можеби е ново, можеби сме имале други планови и така натаму, но она што ни се случи пред некоја година со идентитетот навистина е поразувачки. Не си убедена дека е бетониран, а? И јасне. Па ни тогаш не бев убедена, ти кажам искрено, и доста критиков и вака јавно за тоа и бев многу против тоа. Но она што сметам дека младава генерација и како може да се позанимава со тоа и навистина има материјал што и како да се работи. Како се однесуваат кон вас, сега си, да одиме пополека кон политика, додека сме на оваа тема, кога имаш средба со твои колеги од светот, сум го чул премиерот невојна прилика да каже дека се чудат луѓе кога сега ние ги браниме нашите позиции, она што претходната како до сега гарнитура тврдеше дека тоа е најдобриот договор што можеле да го постигнат за преговарачката рамка, за договорот со Бугарија за добрососедство, за преспанскиот, дека тоа било најдоброто, односно дека тие се најдобрите суштества во вселената и тоа што го имаме е врвот, се друго би било само полошо од тоа. Таа наративна линија и ден денес постои не толку агресивно сега, но Филипче знае да каже од време на време ќе поддржиме секое подобро решение, али ова да знаете беше најдоброто што можевме да го имаме. Од друга страна вие тврдите нешто поразлично, дека луѓето сега поинаку реагираат кога гледаат дека некој, што е сосема најприродно нешто да се направи, да каже извини, и јас имам некои аргументи овдека, имам достоинство од кое што не сакам да се откажам да се симнам. Да. Сега во овој момент сакам да се изземам од политичкиот дел, него ќе зборувам за тој професионален дел и како дипломат и како професор на таа тема. Кога седнувате на една таква маса, првенствено е со колку самодоверба зборувате и со каква љубов зборувате. Затоа што веруваме дека таа вербална комуникација, тој body language кој што е многу актуелен, навистина многу кажува. Ме научи сопругата тука доста. Да, баш тоа е тоа. Тоа е суштината на се и на секој јавен настап и на секој јавно појавување било каде, без разлика дали си во јавен живот или не си во јавен живот. Енергијата самодовербата и начинот на кој што го говориш тоа. Многу значај. Сега тоа е една работа. Втората работа е како биле навикнати до вчера истите дипломати, затоа што тоа се мандати кои што траат, некаде има ротација, некаде се истите луѓе, некаде се пососем различни луѓе и така натаму. До вчера биле навикнати, а вие вака, аха добро. Вие онака, аха добро. Значи никогаш немало одбрана на тези и ставови. Без разлика со тоа што не знам каква била политиката, односно во големиот дел и го видовме каква била политиката претходно, така е, но она што можам да го кажам сега е дека навистина аргументирано зборуваме за и нашите проблеми, нашите убавини, меѓутоа и онага за кое што ние имаме како предизвик во самата држава. И кога тоа го кажувате со факти и аргументи, кога тоа го презентирате на начин за кој што вие не убедувате, него вие сте сигурен прво во самиот себе што зборувате, навистина фидбекот е, како да ви кажам,
сосема Сосема поразличен. поразличен, да. Као луѓе, ама чекајте, и веќе кога веќе ама чекајте, Од иста држава или да, доаѓате ама со овие чекајте и веќе претходници? имаш второ, трето, четврто прашање на кое што се продлабочуваат објаснувањата и така натаму и е, да речам, доста добро што еве на одредени позиции имаме луѓе кои што првенствено веруваат во себе, веруваат во својата држава, сакаат и она кое што им е работа, не само професионалниот дел, меѓутоа и работа за кој што им дала поддршка толкава бројка на граѓани, го работат како што треба. Мислам дека ние имаме во моментот историска шанса нешто можеби да поправиме, но она што е навистина и за мене како предизвик како млад човек е како сопствените деца да ги задржам да живеат тука, да не одат надвор. Можно ли е да победат аргументите пред другите виши интереси во било која организација, конкретно во... Аргументите секогаш победуваат и тоа е нешто за кое што сум убедена, иако обврските кои што се превземени од претходно во смисла на меѓународни договори Да, даваат и комотна се позиција останато, на нашите да, во смисла на идентитетски меѓународни, противници. точно, но во смисла на меѓународни договори и така натаму е превземена обврска, таму не е важно дали ја потпишал Бетмен, Викторија, Спасе и така натаму, ја потпишала државата. Да. Така што ние мора да сме свесни за тој момент и за жал овие сега актуелни политичари ние кои што сме во владата не сме виновни за тоа, затоа што многу пати алармиравме, изборувавме и се противевме и протестиравме и се останато, но еве не бевме послушани во тој домен. Но она за кое што можам да тврдам е дека на тие маси каде што се седнува навистина се брани македонскиот интерес и македонските аргументи се прикажани во едно светло како што треба да бидат прикажани, без свитка на кичма и без раката на срце, него со тези против тези аргументи, со дебата, па и после тоа, ајде ќе дојдам ке вас, ќе видам како е. Знаеш како она кој што зборува какви средби си имал од почеток на мандатот и кога ќе се вратиш малце ретроспективно и ќе видиш луѓе кои што разбираат, сваќаат дека намерите се навистина искрени за да и помогнеме на државата. Мандатот почна јули некаде, така? Да. Мојот еден месец подоцна. Да? Да, па ние заменици министри бевме... Точно, да, замениците министри почнавте подоцна. Меѓутоа, сакам да позборуваме сега малце за дипломатската активност на владата. Да. Генерално и на премиерот, и на министерот за надворешни работи, па и одбрана тука има своји ингеренции. И дури вице-премиерот Александар Николовски исто често знае да има меѓународна активност и се разбира вие од Министерството за европски интеграции, министерот Орхан Муртезани и ти. Не знам сега веќе како да ги толкувам некои присутни ликови во медиумите, без оглед дали се новинари или гости и така натака. Кога ќе зборуваат премиерот 3 пати беше во Америка, као да не знаеш, ако не бил, зошто не бил? Ако бил, зошто бил? Па на една од посетите, која беше инаугурацијата, беше и ти таму, зошто била заменичката министерка за европски прашања таму? Со каков авион летале? Не знам колкав простор имало меѓу седиштат. Па со кого таму се виделе? Па како биле потрошени народните пари? За мене ми е комично кога такви прашања доаѓаат, например, од новинари кои што во една емисија трошат 2 повратни карти до Вашингтон и назад за да поставуваат такви прашања. И тоа не сопствени пари. Ако го заборавивме државното авионче да се пали за ручек до Ниш или хеликоптерот за посета на винарија. Треба, јас види, стратешко партнерство ние со Заев повторно да изградиме како држава. Ако навистина инвестирал во индиска авиокомпанија, може да ја прекрсти во Виц Ер, тоа ми е нов предлог, не Визер, Виц Ер, и да сигурно би бил на услуга тука траги комедијата на страна. Што бараш? Ако во моментов правиме еден пресек, ајде, од актуелноста денес ќе ги поврземе сите настани. Во суштина, на крај сакам да зборуваме за важноста и значењето на односите кои што ги градиме со Америка, дали се многу поважни во моментов од односите кои што ги градиме со дел од Европската Унија, особено во период кога и покрај тоа што се менуваат работите од ден во ден, сега најпоследно е дека
Европа размислува за градење на свој одбранбен нуклеарен чадор од 800 милиарди евра. Турција рече дека ако Европа тоа го прави, Турција ќе е со Европа. Америка и Русија се зближуваат што е можно повеќе. На Украина еден Господ да и помогне и така натака. Како сме ние позиционирани по твое видување или по стратегијата на владата и што очекуваш да се случува во следниот период? Односно, ќе успееме ли да избалансираме измеѓу овие два света? Ние сме многу мали, но многу големи и многу значајни, прво како држава, затоа што кај нас во државата така ни паднало да бидеме еден крстопат на се. Исток, запад, север, југ. Да, баш крстопат на се и некако тука се спојуваат различни патишта и интереси, геостратешки, вакви и такви и се останато, но она кое што е многу важно да се каже дека ние, без разлика какви се коментарите на одреден, да речам, мал процент на луѓе кои што се занимаваат со се освен со тоа дека ние имаме историска шанса можеби во овие 30 години да имаме директен контакт со кабинетот на најмоќниот човек, еден од најмоќните луѓе во светот, претседателот Доналд Трамп. Наместо со тоа да се занимаваме и колку пати да броиме колку пати премиерот бил во Вашингтон, ние се занимаваме со такви, колку пати авиони и така натаму, при тоа многу брзо заборавајќи на глупостите кои се случи. Може треба со брод да одите, Вики, следен пат? Па, мислам, тротинете најдобро. Да. Да се вратиме малце по сериот. Многу се разви дебата во јавноста околу таа посета, зошто заменик министерката за европски прашања Викторија Трајков беше дел од владината делегација. Зошто не го пуштивте премиерот сам со ранче, 2 сендвичи, па боже мој, нели? И да спие кај роднини. Знаеш како битмен, јас поголемиот дел од својот живот сум била надвор и многу сум вложувала во себе, во поглед на образование и така натаму, но сум имала и прилика многу да гледам што се случува на таа светска сцена и овие ми беа малце и дегутантни муабети. Но како и да е, прво и многу важно е тоа што поканата за премиерот дојде од луѓе кои што се меѓу првите 10 можеби највлијателни луѓе во светот. Второ е затоа што пред да се случи поканата во Македонија ние имавме делегација во првите денови од влада, баш од тие луѓе кои што се можеби септември, месец тоа беше, мислам. Да, малце и порано да не беше, само што Латник, Крис Павловски и Девин Нунес, така е. За кој што сега се можеби првите 10 прсти на претседателот. Од друга страна, председателот на нашава влада, Христијан Мицковски, е препознат како политичар кој што има навистина сериозни намери да се ја зачува прво својата држава. Од друга страна, го ценат ли тоа на специфичен начин? Веруваме дека многу го ценат, посебно луѓе кои што се демохристијани, кои што се патриоти и си ја сакаат државата, а новата политика е таква. Да, Америка фрст и ценат кога е Македонија фрст, а не кога е, како ќе кажете, фрст. Точно, затоа и слоганот на кампањата, ајде сега малци професорски, Make America Great Again. Тоа што значи повторно твоја Македонија. Така да кој сака да размислува има и што да размисли. Видиш? Но тоа е нешто за кое што треба една подлабока анализа да направиме и можеби е добро да посветиме на цела емисија за тоа кои се поврзаности и така натаму. Да се вратам на ова. Не е важно што барала Викторија, не е важно што барал овој или оној како дел од делегацијата или со како мора да скандализира, знаеш. Така е, разбирам. Навистина мислам дека тоа претежно доаѓа, да речам, од една кујна со можеби двајца тројца кои што се седат на кафе и си прават чамче муавети, ние викаме во Битола. Не се. Имаме прва историска шанса и треба да ја искористиме. Втора работа е искрените намери на луѓе кои што сакат да ни помогнат. Трето е што македонец е дел од тие 10 прсти на претседателот. Всушност тоа го видовме и на социјални мрежи, останува официјален партнер на Белата куќа и така натаму, така што нашата задача е Македонија. Се останато не е проблем, ние ќе ги истрпиме и ударите, и понижувањата, и малограѓанштината која што ни се случува, и јас како жена единствена која што бев дел од делегацијата, че тоа беа фанфари, не знам што, за да ме навредуваат и така натаму, но верувај ми дека кога имаше една зацртана цел, се тоа останато се само ефтини монтажи кои што... Имаше некоја слика од некој
кафич, мислам. Сега за сликата многу сакам да зборувам. Таа слика... Зошто не бевте во манастир, ве молам, кога заврши инаугурацијата, да се повлечете во осама не сум била. и да Тоа е тихувате? најтрагично. Сликата која што излезе со мојата сестра и е стара слика од Пјур дискотеката тука во ова, каде што јас и сестра ми сме на роден ден кај наш братучет. Боже. Тоа е една стара слика која што е пред месец дена и така натаму, и сега они, пошто нели многу интелигентно го направиле тоа, секако сум под наводници иронична на сето ова, го скриле тоа Пјур пишува, еве сега во телефонот ќе ти ја покажам сликата. Пишува Пјур во позади, има ставено маш на американска, да ме јас сум била верувајте ми луѓе, дека прво кога менуваш временска зона, не можеш да се освестиш 4 дена, не да не одиш по било каде на друго место, но како и да е, кога вистината е на твоја страна, не очекуваш дека треба да вратиш на партиски ботови. Прво. Второ, не очекуваш дека треба да вратиш на очајнички обиди да се дискредитира твоето име кога си седела на маса и си направила добро нешто за своите деца, но и за децата кои што живеат во државата, малтене и за тој кој што се навредува, живее во државата и правиш и за него добро. Ја ќе продолжам и за него да правам добро. И тој што ме навредува, нема никаков проблем. Меѓутоа, очајнички е навистина без да имаш одредена програма, а ти следат локални избори, а твојот како се вика, твојот рейтинг е помалце од 6%, ти се занимаваш со некоја си стара слика, ботови, чуда, глупости и така што ете тоа е. Да се навратам уште еднаш на ова прашањето кој што ми го постави. Ние кажавме дека нашата единствена цел е секако да го продолжиме моментот Македонија да стане дел од големото европско семејство и ние не се откажуваме од тоа, затоа што геостратешки и од друга страна, да речам, тука и се наоѓаме. Таму и припаѓаме, но она кое што неколку пати го кажано во јавноста е тој ставот и остануваме на тоа дека без цврсти гаранции ние нема да имаме поместувања, затоа што сметаме дека доволно сме промениле, дале, жртвава на Македонија е навистина огромна и така натаму. Многу согласен и благодарам за тој став, искрено, наискрено благодарам за држењето на тој став. Кажи ми, многу ме интересира, како на тоа реагираат, бидејќи премиерот тоа го зборувал и на СИПЕК го зборуваше секоја. Беше точно. СИПЕК, обраќањето на премиерот на СИПЕК, на последново каде што беше ВНС и така натаму, каде што 2-3, да речам, не се ни новинарски пера, тоа се новинарски моливчиња кажа нешто без врска, кажа се со тоа обраќање, така што генерално тоа обраќање е нашиот став. И секој кој што мисли поразлично, навистина е во голема заблуда. Првенствено кога седнуваш на маса и ги отварате тие прашања, ама чекајте, вие подпишавте договор таков и таков. Сега тука е твојот момент. Тука настапуваш ти. Нашиот став е ист како и во јавноста. Ние никогаш ни една буква не сме скриле од јавноста. Што ја прави оваа влада 100% транспарентна и према сопствениот народ, према медиумите, према невладините организации кои што толку многу се грижаат и така натаму. Значи нема двојна дипломатија која што Венс кажа дека е карактеристична за некои европски лидери, кои што вика например на Зеленски, му викаат ќе те поддржуваме 10 години, а после вика се јавуваат на телефон, викаат што прави овој, мора да седне на преговарачка маса. Не, ние сме свесни дека поддршката сме ја добиле од 500.000 гласа, кои што не се баш за подценување. Тоа се луѓе кои што реално живеат во државата и сметаме дека нивните позиции треба да бидат одбранети секаде. И со таа намера тргаме било каде да застанеме на било која. Тие ве пречекуваат, викаат, ама видете на ова ливче овде кај потпишам. Да, видете рамката, зидот и така натаму, тоа што сте го направиле, сте го подпишале и така натаму, но кога веќе почнуваш да аргументирано со тези да објаснуваш зошто ние сметаме поразлично од сето тоа, што сметаме дека е најдобро за нас и така натаму, е тука е веќе таа суштинска дебата која што се отвора и сметам дека позициите на Македонија се сега доста добро одбрани. Не се сомневам јас дека Доналд Трамп може во Украина мир да донесе. Не се сомневам. Сам да кажам, не се сомневам во неговата моќ силно да влие на најжешките, најврелите точки било каде на планетава, особено на Европа. Но каков би бил потенцијалниот придонес на нашите нови се поблиски пријатели од администрацијата на претседателот Трамп во однос на нашите проблеми, дали преку некакво директна асистенција или директна медијација, или од друга страна
без многу мешање во тој дел, но ако останеме заглавени дека на трговски, на економски план би можеле да очекуваме нешто што би ја субституирало таквата помош или соработка со Европа. Да. Многу луѓе ме прашале што очекувате од сето ова. Се прашањето на сите прашања. Се е супер тоа, ама кажете што очекувате. Прво очекуваме да се одбраниме државата, тоа и го правиме постојано, а од друга страна очекуваме да се слушне нашиот глас, но кога се слуша нашиот глас да биде со цврсти позиции во интерес на Македонија. До сега не било така. Добро. И тоа го видовме, сменивме, све што сменивме и така натаму. Од друга страна, сметам дека оваа шанса треба да ја искористиме, но не очекувам дека ќе дојде некој од надвор да ни го реши нас проблемот. Добро. Значи, ние имаме многу внатрешни предизвици кои што прво треба да ги решиме, имаме реформи за правење, се она што е уништено, а верувајте ми дека пепел е оставено, ние треба да го возобновиме и така натаму, некако така му се паја паричката на ВМРО секогаш кога треба да дојде на власт, од пепел да ја вади државата. И тоа е така и историски гледано, не е само сега. Но пак да се навратам на сето ова, мислам дека првенствено ќе се бара решение на војната која што се случува и актуелна во моментот, што е и логично. Мислам дека ќе има мир и за тоа се залагаме и ние. Впрочем, и тоа го докажуваме постојано. Америка секогаш била наш стратешки партнер и ние го приложуваме тоа. 100 и кусур години. Така, го продолжуваме тоа. Во доктрината на ВМРО стои дека наши стратешки приоритети се НАТО и ЕУ, во НАТО сме, на ЕУ работиме, така што ние нема од таа траекторија да се поместиме, но да, ние сакаме да бидеме дел од европското семејство, меѓутоа да нема веќе национални понижувања. А може ли случувањата во Украина дали може? Сигурно може, но како може да влијат во однос на нашиве проблеми и маки пред 5-6 дена, недела дена, може би го слушав еден од известувачите, Вајц, така Австрија смислам дека е, кој што кажа дека поради новиот развој на ситуацијата во Украина, сега па проширувањето со така наречениот Западен Балкан е високо на приоритетите на Европската Унија. Што тоа значи на македонски јазик преведено? И полското претседателство тоа да речам го пропагира, меѓутоа и свесни сме дека треба некако да привлечеме внимание, иако мислам дека ќе биде фокусот нели Украина, Русија, што и како се случува и оние предизвици кои што во моментот ги има самата Европска Унија. Што значи тоа високо на приоритетна листа? Тоа значи дека ќе се отвори прашањето, меѓутоа не мора да значи дека тоа ќе биде прво и единствено. Пак ќе кажам, очекуваме дека Украина и Русија треба да имаат приоритет и така е, ние сме залагаме за мир и нема тука што. Меѓутоа, од друга страна мора да најдеме начин и модалитет како и ние да го привлечеме вниманието со нашиот проблем кој што го имаме. Сметам дека ако не друго треба да имаме еден да речам добрососедски однос и иако од другата страна во неколку наврати не го покажаа тоа, меѓутоа еве се менуваат работите, имаше министерот за надворешни работи средба со новиот министер нивни за надворешни работи, председателката имаше во април ќе се види повторно со Румен Радев. Ќе се види со Румен Радев, имаше телефонски разговор, така што работите се помрднуваат, историската комисија седна, почнува да разговара и така натаму. И мислам дека кога премиерите би се сретнале кога ќе има нешто поконкретно. Предпоставувам јас, тоа е веќе дипломатска пракса, но она што е многу важно е дека притисокот кога веќе се прави треба да биде 50-50, некако што беше сега 100-0 само кон Македонија, а пак од друга страна кога веќе седнуваме на маса, преговараме, разговараме и така натаму, ние мора и сме на ставот македонскиот идентитет да биде заштитен во целост. Но паралелно треба да работиме на таа така наречена реформска агенда, така? Да, работиме на реформската агенда, ние како Министерство за надворешни работи Вие го водите тој процес. Координатори, да, со тоа што останати институции имаат обврски превземени за реформи, и затоа се вика реформска агенда, а ние го следиме процесот до каде е имплементацијата на истите. Тоа е она подготовка на државата за Да, до 2027 ќе трае, да речеме како една рамка, добиваме одреден паречен надомест од самата држава, од самата Европска Унија, што е навистина за нас значајно, бидејќи сме мала економија и секоја финансиска инекција добро ни доаѓа. Имаме многу заменување, тука ќе бидат, да речам, неколку
фундаменти, ние така ги викаме, кои што се многу значајни. Тоа ќе биде процесот на дигитализација, за кој што доста многу зборувавме во јавноста, образованието, ќе има доста реформи во образовниот процес, судскиот систем не е еден прв и единствен и најважен реформи во судскиот систем, затоа што сметаме дека најголемото ниво на корупција, а тоа го докажуваат и тие 2%, недоверба, односно доверба во судството е навистина нешто кое што мора да го промениме, не заради тоа што Европската унија го бара од нас или имаме некакви си надворешни влијанија, да и тоа стои, но затоа што пред се секојдневниот живот во државата е сведен на тие 2%, жалосно, но тоа е што е. Така што има доста, инфраструктурно доста ќе има промени во сето тоа. За сега можам да кажам дека добро се носиме. Амбицијата е или мора да заврши тоа во 2027 или амбицијата е да заврши до 2027? Можеби ќе има некакво си продолжување, но познавајќи ја динамиката на работата на владата, ние ќе гледаме реформите кои што се побарани од нас да ги завршиме пред рокот. Фактички, кога тоа ќе заврши, во која фаза би биле ние, ако проблемот со Бугарија се отклони по друг начин, во однос на подготвеност за започнување? Ние ќе бидеме, да речеме, едно доста поподготвени, како што бевме претходно подготвени кога бевме во друштво со Хрватска. 2005-та, четврта, која? Четврта, пета, да. Вау. Како сме на полето на искористување на фондовите од Европската унија? Нели има и предпристапни фондови? Сега, нели, ако сме членка, ќе имаме пристап до многу поголеми пари и пазар, но и предпристапните фондови знаат да бидат исклучително корисни во изминативе години, чинам освен ИПАРТ и како се викаш те други и дека не премногу баш сме влечеле помош од сите други фондови. Има неколку програми кои што доста ни помагаат како држава. Прво е ИПА-та, ИПА што значи инфраструктурни проекти, значи може ние да аплицираме за нешто да се смени во поглед на инфраструктура. Можам да кажам дека наследивме на многу очајна состојба во тој момент, дури и вративме многу средства до 31.12.2024 на самата Европска унија, што беше лош сигнал дека тие пари нас не ни требаат, еве ви ги враќаме назад. Ги дале, ама не биле ги дале како ослободителни средства, но не биле искористени, не се аплицирало за да бидат искористени. Така што тој момент ние тенденцијата наша е да го смениме. Прости, тоа треба државата да го прави или државата е посредник меѓу Државата е посредник, да, некаде со општина и Брисел или јавно-приватно Брисел или како? Државата е посредник најчесто, општините се тие кои што најмногу ги искористуваат, но тука има и министерства кои што може да искористуваат. Така што еве тие коридори и слично на различни финансирања влегуваат во такви програми кои што се под капата на Европска унија. Така што да кажав дека наследивме еден очајнички систем кој што беше пренатрупан со материјали намерно или ненамерно за да не може да се регистрираат првенствено проектите, а за да се направи проект првенствено треба да се регистрира. Работиме на тоа и тенденцијата наша е што повеќе искористување на тие фондови. Кога станува збор за ИПАРТ програмата, тоа е програма која што е поголем фокус е на земјоделието. Навистина има добра искористеност, можам да кажам дека добро се носиме со тоа. Добри долги години ИПАРТ така, долги години, но и имаме капацитети, сме подготвени, кај ИПА-та, да се вратам малку поназад, тоа е нешто за кое што навистина ти треба и институционална подготвеност. Состојбата е таква како што е, иако се зборува за превработеност на администрацијата, ние се соочуваме со многу, да речам, мал кадар кој што знае да сработи добра апликација за ИПА. Има превработеност во деловите кај што не е потребна премногу работа и напор. Се согласувам што е потребно да ги засукаш ракавите и да работиш по Да, ова се сериозни апликации, сати на ден. Точно. Ова се сериозни апликации, но и можам да кажам дека не многу млад кадар е насочен кон сето тоа. Имаме и трета фаза која што исто така искористеност на европски фондови, тоа е искористеност од страна на невладините организации, на разли видови организации кои што се регистрирани во државата. Претходно биле за позитивни и негативни работи во државата искористени тие фондови, но сега гледаме дека и тенденцијата на новата администрација е нешто друго. Не е поврзана можеби со овие фондови, но она кое што е многу значајно за европските фондови е дека навистина помагаат на одредени невладени организации да направат нешто добро во државата. Ќе мора овие USAID-овци што имаат специфични задачи да најдат сега некое ново чаре, може После 30 години да работат. Да, мислиш дека тешко ќе се. Гледаш некој од нив одма почна за фашисти да прогласуваат и неонацисти. Да, затоа Марко Рубио го видовме со крст на
Чел. Да, тоа беше Ash Wednesday, не знам кој, баш се чудев, мислев да не е графички нешто додадено, да не го зеза човеков, ама не, стварно со... Да. Тоа е дел од политички маркетинг. Вчера, за оние кои не знаат, Марко Рубио се појави на Fox News, јас го гледав, со крст на чело. Како се вика тој празник, ако го помниш од Америка? Ash Wednesday и така нешто. Да, точно е, да. Тоа е навистина една, од професорска страна, навистина добар потек, а од друга страна промоција на, промоција на она кое што го не го пропагира, вредностите кои што ги застапуваат. Гледаме дека се работи за два постулати, демохристијанство и патриотизам, што и не е така далеко од она што го сака и нашиот граѓани. Многу интересно. Исто интересно, очекувам да ми раскажеш како братска Унгарија размислува во овој период, бидејќи претпоставувам дека нели на заедничките владини сесии не се разговара само за односите меѓу нас и нив, за нив се гледа од авион дека се одлични. Мој впечаток е дека Виктор Орбан е поголем македонец од многу македонци. Исто претходно и Сијарто давал, нели, министер за надворешни Петар Сијарто давал поддршка, меѓутоа премиерот Виктор Орбан го кажува јавно, она кој што овдека, како до сега, некој калибар на политичар, го пакува во разни пакувања, за на крај да каже, видете, мораме да свиткаме кичма, што е коренот на, мислам, генерално, дали може да се каже дека кичмата на политиката е свитка на кичма, на таа како до сега. Орбан е исклучително наклонет кон Македонија, ја разбира проблематиката, ја критикува Европа. Но и тој е критикуван од тие елити блиски до неолиберализмот, да, од Европа поради својот став, иако не е баш потресен пред тоа. Пред неколку дена, значи, еве вака, за тој што можеби не прател вести, имавме меѓувладина заедничка седница со унгарската влада, понеделникот и вторникот, тоа беше дводневна. Пак авионот, не авионот и така натаму, што не ја влаге везе, повторно не отидовте со да тротинети, за срамот. Да, овој пат можеби беше добра идеја тоа. Како и да е, шегата на страна, навистина бевме пречекани со високи државни почести, особено со голема чест како македонци према премиерот и према владините представници. Навистина Унгарија покажа дека е наш искрен партнер, пријател и се она кое што го прави една пријателска земја према друга земја го имаме ние со Унгарија. Можам да кажам дека навистина имавме продуктивни средби, каде и билатералки, меѓутоа и тој неформален дел за кој што разговаравме и навистина направивме многу во различни области. Тоа и периодов и јавноста ќе го дознава и така натаму, што се беа предностите од таа наша заедничка меѓувладина седница, но како и да е, навистина нешто за кое што ни фалеше до сега, затоа што сметам дека можеби не посетуваа различни политичари во минатото и така натаму, меѓутоа, знаеш... Доште да не куваат на тивко сега. Да. На тоа се сведува. Мислам дека веќе и секој некој што сака да разговара со нас, сваќа дека ние сме толку транспарентни пред јавноста и зад камерите и така натаму, така што не може многу да се манипулира во тој дел. Се зборуваше деновиве дека Европа е, меѓу другото, размислува и на некакви можни начин. Само не го проверив тоа претемелно за да видам колку има можност реална или се прави некој медиумски притисок, но да ја изземе Унгарија од одлучување во некои одлуки, кога се во прашање на одлуките во Европската Унија. Од друга страна, читам такво нешто и си викам, мајко му стара, нели можат и Радев да го изземат некогаш, или сега е веќе Борисов или Георгиев, не знам кој, зависи кој ги представува, нели, на Министерскиот совет, односно дури еден Орбан отиде да си купи кафе кога носеа некои одлуки поврзани со Русија и Украина. Кон нас енергијата што емитираат европските дел од европските политичари. Еве ќе земам пример францускиот амбасадор. Имаше една изјава на зачудување во однос на нашето гласање поставено во
Обединетите нации за оние резолуции кои што се носеа во собранието, кои што се нели пиарџиски момент. Најголемиот. Нели би било логично да се запрашаат малце зошто ние, покрај тоа што природно, ние сме европјани, ние секогаш ќе бидеме европјани, припаѓаме на овој континент, чија што политичка елита нас не отфрла, не фрла во устата на змејот, и сега ние нормално е да бараме помош на секаде низ светот, кога бидејќи си ги браниме нашите интереси. Можно ли е да ја реформира својата мисла Европа? Според тебе, не мора политички. Така е. Одговори ми како човек. Мислам дека не, Европа ќе се остане на ставот кој што си го има и тоа е сосема окей. Ние како држава ја зазедовме таа страна во поглед на резолуцијата на Обединети нации за кој што нели се крена фама. Ја зазедовме таа страна тоа што сакаме и пропагираме да има мир во светот, во Европа и така натаму, затоа што дегутантно е во 21 век ние да војуваме се уште, може да војуваме на економски план, и така е на образовен, на проекти и се останато, меѓутоа вака со губење на човечки животи, деца, домови и така натаму, сметам дека не е баш добриот, можеби, односно е најлошиот пат кој што може да се случи. Така што Европа ќе помага, меѓутоа она кое што сметам лично е дека во Европа има и сериозни политичари кои што размислуваат со своја глава и сметам дека ќе се донесе најправилната одлука, сепак да има мир и да заврши тоа како што ќе заврши, но она што е суштината е дека нема веќе да се страда во таа држава и останатиот дел можеби ќе се минимизира, што сака да или има тенденција да завземе некаква си територија, така што генерално сметам дека на мирен план ќе заврши сето тоа и добро е што една Америка се уклучува во сето тоа, затоа што кога имаме само повеќе таа може да го гарантира мирот. Да, кога имаме повеќе сили и повеќе умови на маса, знаете како викаат повеќе глави, подобро. Некој треба да биде гарант, нели, за сите тие случувања. Со полското претседателство односите, претпоставувам дека се коректни. Да, ние имаме доста коректни односи, особено и доста поддршка од полската влада во процесот и на евроинтеграција на самата држава. Очекуваме, како што кажав и претходно, дека ќе се разговара претежно за војната, но нема да биде заборавен Западен Балкан. Она што е многу важно е како ние, како држава, ќе го привлечеме вниманието и сметам дека размислувавме на оваа тема секако и разговаравме и во министерство и во влада и сметам дека имаме начини на кои што би сакале да се презентираме на тој домен, така што имаме време овие месеци да привлечеме внимание и да го кажеме уствари нашиот дел од приказната која што Колку зависи агендата од земјата која што ја председава со Не многу, но може да има влијание. Кој е после Полска? Какви се гледиштата? Сега пред тоа беше Унгарија, па сега е Полска. Дополнително ќе се одлучува веројатно кој ќе биде после тоа или може тоа е ротирачко председателство, така што ќе видиме со новите случувања дали ќе има некаква си промена. Но она што е важно е дека до сега не сме осетиле дека ние немаме поддршка. Напротив, како држава имаме доста поддршка од сите европски партнери со кои што соработуваме. Почнав со лични прашања, бидејќи не се сеќавам дали си имала прилика да зборуваш малку повеќе за себе, а имам впечаток дека, не само впечаток и емпириски е докажано, дека на разни негативни кампањи ти правеле некои луѓе, твои политички опоненти, или луѓе со различна перцепција за тоа како една жена треба да функционира. Може би некој мисли дека твоето место не е во Министерството за европски прашања, односно евроинтеграции, дека не треба да бидеш во мадридската амбасада и да предаваш на факултет, туку треба да чистиш дома и да готвиш, да правиш. И тоа не е лошо ручек. на крајот. Не викам дека е лошо, тамам работа. Јас сум мајка на 2 деца. Тоа е ако одбереш. Така. И единствено исправно е да го правиш он што ќе одбереш да го правиш. Али на крај сакам да слетаме пак малку со осврт на овие прашања, особено на
жената во политиката. Нели, и денови имаше разни актуелности на таа тема, но со што се соочуваш тие? Со што се соочувам? Со многу предизвици, првенствено затоа што сум жена и првенствено затоа што сум мајка на 2 деца. Можам да кажам дека очајнички се обидите, веќе подолго време начинот на кој што е одберен да се дискредитира моето име и презиме, за да на крајот пред неколку дена ескалира на сето тоа, па официјално да се излезе со извинување за Викторија Трајков од прес-центарот на СДСМ за некое си видео. Иначе што се случи, ајде вака за да знаат тој што го не е видел, имаше еден сегмент каде што е мое старо интервју од 2023 година мај месец. Така, од 2020. Кога е министер за надворешни Бујар Османи. Така, и јас зборувам за политиките. И ти зборуваш за политиките на тогашната власт како опозиционер. Точно, тоа. СДС го, јас ќе го кажам, го објави во соопштение, обидувајќи се даде наратив дека еве и Викторија Трајков признава дека нешто се случува. Нешто се случува, не чинат работите во владата, министерот Муцунски не го бива, премиерот не го бива. Со видео од мај 2023 година. Мене ми е и смешно, бидејќи ова не е прв пат таков кардинален кикс да им се случи во само неколку месеци. За волја на вистината се извинија промптно и откако дознаа, не дознаа сами дека се во грешка, дознаа со помош твоја, со помош на новинарот Љупчо Златев, каде што ти го водиш тоа интервју, со помош на неколку сеирџи како мене. Но самиот нарав, желбата да те вплеткаат во некакви интриги, те повредува, те нервира, ти одзема непотребна енергија. Како си научила ли да се носи со тој дел? Да, те разбрав. Долго време сум мета на една таква негативна кампања која што се случува на социјалните мрежи, на разни очајнички обиди за монтажа на било што поврзано со моето име и презиме. И од друга страна разни монтажи на користејќи artificial intelligence алатки. Еве, добро, во тренд се сега, мора да признаем. Но како и да е, како се носам, да ти кажам искрено, Богдан, доста е очајнички и кукавички сето тоа. Првенствено, пак ќе кажам затоа што сум жена, не навлегувам на тоа кој како ме гледа и слично, меѓутоа навредите на лична база, во смисла на тоа слаба, дебела, ваква, таква и све останато е нешто за кое што се соочува секоја жена и мора да си многу, како да кажам, психички спремен, посебно да бидеш јак карактер кој што ќе може да се носи со еден таков, да речам, наратив во јавноста. Искрено да кажам дека тие коментари кои што доаѓаат од една кујна воопшто не ме повредуваат. Нека продолжат, нека не ме навредуваат. Па ќе кажам јас ќе кажам дека повторно може и понатаму да продолжат со тоа, но она за кое што сметам дека е многу важно е дека еднаш за секогаш треба да се прекине со тој говор на омраза, посебно на социјалните мрежи. Срамота е. Така е, и дискредитација на жените кои што се наоѓаат во јавниот живот. Без разлика. Имаше монтажи за тебе во врска со Северна. Пример, кога беше посетата во Америка, монтажа со твоја лажна неточна изјава дека, не знам, гордо ќе ја очајнички доста и пак ќе кажам, нека си се фокусираат на своите апел до луѓето, само ја, знаеш, го кажувам луѓето да внимаваат кога конзумираат информација, да ја проверуваат, да размислат дали има логика или не. Јас напишав и официјален статус и некој од новинарите ми се јави да ме праша дали е тоа моја изјава, што нормално, манипулаторски, можеби тоа сакале да го постигнат. Но она кое што е навистина важно е дека се она што излегува од кујната на СДСМ и на разни ботови кои што ги има на социјалните мрежи, граѓаните на Македонија треба да го земаат со резерва. Особено кога се работи за жена во јавен живот, без разлика дали е тоа политичарка, дали е тоа професорка, претседателка на некој здружение и така натаму, затоа што жените сме веројатно голема мета на еден таков простотилок, а од друга страна очајнички е затоа што сметам дека срамота е тоа на крајот на денот да се дискредитираат луѓе без потреба, а да не се занимаваме со суштински проекти. Од друга страна, многу е важно дека
не треба да реагирам и не реагирам веќе на такви провокации, може после тоа извинување што и сака да објавуваат. Сметам дека едноставно немам потреба со некој што нема храброст по име и презиме да се каже, а ме навредува, немам потреба да му одговорам. Мене ми е задоволство ми е што квалитетни и компетентни луѓе извршуваат важни функции во државата и во власта, и токму тоа сакав и јавноста да има прилика да го види, бидејќи јас ти се знаеме 10 години. Но јавноста да има прилика да види кој е заменик министер за европски прашања, надвор од оној формален дел каде што присуствувате на разни конференции или давате некои кратки изјави од по 34 секунди за во вести, и чисто ако некој имал било каков стереотип, да си размисли малку за него, односно да веќе му е отклонет. Верувам уште во првите 10 минути од емисијата, и ти благодарам на искреноста, отвореноста и на тоа што не мораше ни премногу да се трудам, бидејќи ја владееш темата за која што зборуваш, кој и да беше од овие што ги зборувавме, односно требаше да се трудам само да слушам внимателно за да тече разговорот како што треба да тече. За крај, не ова да е новогодишна желба, бидејќи е месец март се уште, но нити па ќе го одговараме прашањето. Ама кажи што баш разговаравте со, не знам, Доналд Трамп Джуниор или со Крис или, не знам, Ден Бонджино. Добро е што оној дел од јавноста кој што викаше тој е Ден Бонджино, некој небитен ваму таму, да. Па за една недела стана многу битен. Заменик директор на FBI, па и не е баш небитен, но не и се како гледаш на реалната можност до крајот на годината да се направи некаков исчекор кога е во прашање тој фамозен европски пат на Македонија. Фамозно некаква завршница до крајот на годината, кога веќе имам рок да кажам. Не очекувам дека ќе има некакви си фамозни поместувања, но искрено се надевам дека конечно македонската приказна ќе биде ставена на приоритетна листа. Претходно заборев да не оставиме дилемата отворена. Планот е да биде Данска после Полска. Данска е наредниот председател, добро. Ако нешто не се смени, меѓутоа не би во ротирачкото председателство, ако нешто не се смени, не знаеме, но сега за сега Данците заинтересирани за Па мислам дека тоа генерално го креира самата Европска унија, што ќе биде интересот. Навистина од ден на ден се сменува светската политичка сцена. Ние сме спремни, да. Ние сме спремни и она што еве сега ми даде идеја да го споменам, што разговаравме ние генерално на тие маси кога нели бевме во Америка. Кажи. Јас само ќе кажам дека единствената наша цел таму беше како да ја направиме Македонија подобро место за живење, и во изминатите месеци ќе имаме прилика да видат граѓаните што сме се работили. Во периодот што следи сигурно ќе се види, бидејќи од друга страна опозицијата ви поставува прашање, ама кој беше ефектот на вашата посета? Ќе го видим. Боже, одиш на тениски надпревар, па отидов го гледав Џоковиќ, се вратив дома, а не работиш на процеси кои што траат и кои што се во една многу чурук, незавидна ситуација, па се обидувате да ги одлавите, зашто уште еднаш ја изразувам јавно, отворено, нагласно мојата поддршка на владата и задоволството од тоа што едно од најважните теми, не само за мене, за огромен дел од јавноста, достоинството, интегритетот на нацијата и битката за сите важни работи, но едно од нив, да се разбере, економијата е многу важно да оди напред, но идентитетската битка е премногу важна за многу од нас, така да добро е тоа што го правите и продолжите да го правите. Вилки, ти благодарам на вечерашното гостување. Доцент доктор Викторија Трајков, заменик министер за за евроинтеграции и европски прашања и дел од универзитетот Скопје,
А на времето моја млада колешка од ТВ Орбис Битола. Ти благодарам на времето и на муабетот. Ти благодарам Богдан многу. Го ценам нашето пријателство кој што трае навистина долги години и еден од друг доста сме научиле, сме работеле заедно и така натаму, но нас сепак Македонија не поврзува и продолжуваме и понатаму. Да си ми жива и здрава, се гледаме во следна прилика. Благодарам. Ова беше разговорот со Викторија Трајков во вечерното шоу на сопругот на Анастасија, како што ме најави Вики на Facebook и ми е кеф поради тоа. Ви благодарам на одвоеното време. Сигурен сум дека уживавте во разговорот. Следната средба ја закажуваме четврток по 22:30. До тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци и премиерно, бидејќи веќе е време да го честитам 8 март на сите кои го слават, на сите жени, Вики, еве и тебе дури си се уште во студио, и на сите вас кои што ја гледате оваа емисија. Веќе во раните првите часови на 8 мартовскиот ден. Добра ноќ, Македонијо, главата горе.